Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре со 244-то издание, во кое што имаме еден одличен и ведар гостин кој што е синоним за сето тоа што го има оставено зад себе и на музички и на филмски план. Така што гостин во 244-то издание на Дансе Макабре ми е Владимир Петровски Картер. Добре дојде. Добро ве најдов. Со него ќе зборуваме за таа оставнина што ни ја имаш дадено на ниво на рок-н-рол, на панк, на сите тие убави композиции кои што буквално се евергрини денес, затоа што и така и треба да бидат третирани. Народни песни. Народни песни треба да го има тој синоним. Не само се народни баца, стварно ги свират по свадби, по клубови, по сека. Кажи, ти се случило да бидеш присутен на некоја свадба и да не слушаш? Како не година журкина. Најболја верзија беше од ова, како се викаше, ако ми дадеш? Хеви металци, батка хеви метал. Така? Пење баткава хеви, онака што не гласа. Да, рапа. Човече, кога он ја отсвири убиздо, како и таму изгледаше нивна верзија, со бласто и она, така да. Јасно. Стегнато и каш, не си ја замислил дека некојаш така ми звучало. Добро сум далеко од микрофонот или? Да. Не, верувај. Опфаќа се ова. Нема да остане нешто што нема да биде зацкриено. Луѓето, знаеш како ти да не бидам џабе да не правам муавет. Не правиш џабе, верувај, не правиш. Тука си со добра цел и добра причина, покрај тоа што ќе зборуваме за сето тоа што го имаш зад себе со низата на бендови, со Бадвингтон, со Сарацени, со Александар Македонски, со Обструкција, ќе говориме и за Картер филм, односно за твојата продукција која веќе почнуваш да си ги реализираш зацртаните проекти како режисерски остварување. Покрај тоа што веќе имате огромен број на филмови на кои што имаш работена монтажа, што мене многу ме радува и соработки еден тон, почнуваме подписот на Картер да го гледаме на филмското платно и не е ништо помалку забавно од тоа што сме навикнати да го слушаме од тебе, право да ти кажам. Да ти кажеш нешто што ми е криво, само една работа ми е многу криво. Знаеш, 70-ти години, например, сега гледав скоро едно филмче за Нью Йорк во 79-та година. Значи се вика City CBGB или не? Не, Sin City или така нешто, ама не е како ова Sin City, што е стично беше. И кај што се сите овие цела онаа екипа, онаа Джармуш, Мармуш, нешто на целата екипа, кој почнува да прават на филмови, знаеш, ја има енергија, добро. Толку ми е криво да речеме што не може 79-та на пример у Скопје да имам камера, разбираш, да можам да имам располагање и да можам да снимам, разбираш. Зашто тоа беше, знаеш, Mission Impossible ти да посакаш да правиш нешто било како нас, што се вика филм. Ја сакав, ама немаше шанси, не само институција може да варда или X, не да прават. Технолошка немаш покритие за ја немаш апаратурата за да можеш да реализираш. Тоа што речеме тоа време ти да правиш авангардни филмови или филмови кои што значат нешто друго, знаеш, немаше шанси, знаеш. Мене прва шанса уствари улета со Абсус 90 и која беше трета, четврта кога правевме Маклава. Ја влегов со цела онаа свој ентузијазам унатре. И одма нешто ти ги отвара виугите, знаеш, ги прави сите со добро тој филм се. Да, сам по себе отвара чакри. Така да он сам по себе ќе друга приказка. Мислам, знаеш, али тоа мене ми годеше многу. Беше убава дружба и зезање, знаеш. И одличен начин да се влезе во индустријата. Да се влезе во индустријата, знаеш. И сега од тогаш навака, например, нели, ја не се сплашам во филм да работам свет, дали е мркање кабли, дали е светло, дали е камера, дали е монтажа, знаеш, ја го сакам целиот процес. Така? Све што се вика на филм, знаеш. Поготово убаво ми е кога ќе успеам да закачам или да фатам дел од животот што се случува кај нас, знаеш. Тоа беше и во македонскиот рок-н-рол на пример. Успеав да ги соберам сите оние ликови кои што полека ги снимуваат, знаеш, онаа кои што речеме ако не беа фатени тогаш, например, така. Така ќе се моментот нема ќе извееш. Само на нашата македонска како се вика оној авангардата тивен или рок-н-рол, кажи го. Она што било поминало нели од тие 50 години па навака, мислам дека беше тоа одлично фатено изгледа. Ти ме радува такви моменти кога ќе фатиш нешто од градот. Ама тоа останува. Тој документарен и тоа како е важен филм, затоа што генерации ќе доаѓаат кои што ќе бидат заинтересирани за рок-н-рол, што слушале, ги слушале Stones, слушале се живо и диво, Velvet Underground и сега сакаат да слушнат нешто од што се свирало во тој период тука. Ние сме дрво без корен, знаеш, што е многу важно, знаеш, тоа каже и самиот тој македонски рок-н филм, знаеш.
меѓу време, знаеш, сите оние моменти кои ќе можеш да уловиш, кои ќе можеш да си играш, сама таа игра со филм. Знаеш, јас мене музика ми е она, знаеш. Дел од мене, да побегнам, сакам, нечем морам да правам музика. Јасно. Кај ќе бегаш? Составен дел, да. Али филмот ми е дури толку пасионен, секогаш ми било, знаеш. Така викам, само игра на случај што ми е жал што не успеав да ги фатам и тие години да ги испосликам, речеме, градов, луѓето, мислам, бендовите, свирките, знаеш, концертите, глупост, што многу глупо се случува, знаеш, многу интересантни работи се случува, знаеш, поготово оној период 79-та, крај 80, 81, 82, 83-та, кога имаме алтернативните бендови, која беше цела таа сцена, знаеш, али за тоа беше тоа сега, знаеш, сакам ти кажам чисто нека си правам. Недостасувало, значи опремата со која што ќе може да се улови сето тоа и на пример у Њујорк они ќе најдат камера нешто во нама. И таа една сите ќе ја користат овака како. Баш, малце е чудна приказката баш на Джармуш, знаеш. Да. Имаше еден типац вика овако како се вика изнемуеше камера, вика. Сомнително типче очигледно тоа било. Да, ама вика он продаваше и дилаше, разбира. И вика джанкери чекаат уред, вика јас они овие зимаат вако, вика ја викам камера имаш да снимај, вика имам. Што парите дневна? Вика $20, веќе ги имам 10, евети. Добро. Истата тезга била. Да снимам. Истата тезга била очигледно. Ја ги си играме на наивното, прималното на знаеш филмска игра, знаеш, тоа е многу важно, знаеш, кога си слободен, знаеш. Многу е лошо кога ќе правиш филм, а имаш стеги. Апсолутно. Во било која уметност тоа е најголемиот проблем. Како ќе излезе експресијата, односно како ќе бидеш, како тоа ќе стане твој филм. Тоа нема да стане ако веќе се во некакви стеги и конкретно тоа и се случува и со цензура, и се случува и со. Да, знаеш, добро, некоја мала аутоцензура ќе си напиши самиот, да речеме до одредени граници, ја немам аутоцензура, нели? Забележливо. Али да речеме, мене ме радуе што речеме овој филм, поготово и свој сега како ќе се парите на пример. Така. Баш успеав да она што не успеав со 79 успеав сега. Ме разбираш? Тоа сега дека ултимативниот дел кој што оној кога го утнав тогаш барем сега да го фатам на еден можен начин, само што приказката да ставев малце на у други рамки, знаеш, и така да биде посоодветна можеби за денешната епоха во која што сите вртиме и ровариме, меѓутоа духот не отидов баш на да биде рокеров филм, зашто мислам дека доволно кажав македонскиот рокеров. Гледав пак се да биде, знаеш, некој филм кој што речеме би го сликали други личности кои што не се баш не мора да бидат музичари, ме недеш конкретно. Јасно допираш до нивоа на субкултурата, меѓутоа не се проминентни и единствени кои што се конкретно целиот на баш оној градски дух, оној баш како и го имаш доловено. Мислам дека тука и ти помогна. Така. Мислам дека ти помогна тука и луѓето. Ако меѓутоа таа нивна искрена посветеност изведба му даде дополнителен плюс на шармот кој што го има самиот филм. Па да, тука е целата магија, знаеш, овие луѓе кои што влегоа внатре, всушност они влегоа сите со еден огромен ентузијазам, прво и основно. Второ, секој мислам дека си ја грабна шансата, знаеш. Денеска знаеш што е најголем проблем во Њујорк, например, во Њујорк конкретниот проблем е ти имаш секој ден што 2 милиона луѓе доаѓаат во Њујорк кои што се викаат музичари, не знам, глумци, поети, писатели, режисери, тарара барара кои што сакаат да направат кариера. Кај е поентата? Поентата е да бидеш виден на право место во прав момент, знаеш. Так. Да успееш да се избориш за шанса. И една препорака дури од нивното здружение на актери, например, е кога ќе добиеш например шанса да играш во инди филм. Така. Разбираш ли? Зграбија. Не знаеш кој каде би идело тоа. Затоа што речеме ти можеш да бидеш супер актер, ама ако нема кој те види ти дома, кој ќе те види дека си супер актер? Така. Феноменален, ама ако не добиеш шанса некој те види за да можеш да бидеш повикан утре речеме во некој друг филм, трет, четврт, пет, па се изградиш една кариера, ме разбираш? Дури е препорака од нивното здружение, затоа што речеме ти во здружението не можеш да се зачлениш како член да бидеш, да можеш евентуално да ги поседуваш сите оние нивни права кои што се. Ако немаш барем еден филм поминато, ме разбираш игра. Јасно и за секој актер е подобро затоа што не знае кој ќе го погледне тој филм и не знае каде ќе циркулира, така што може неговата наредна тезга што се вика или откритие да стане, баш ради тоа што некои луѓе како Джармуш или некои луѓе така поавангардни кои што приоѓаат на филмските фестивали, на инди фестивалите и гледаат филмовите кои се емитуваат и баш конкретно може да забележат некого. Па тоа е поентата, нели? Тоа е поентата. Едно, а второ, јас сум несреќен, него пресреќен што луѓе, знаеш како? Ти го самиот кастинг, они гледаш дека искачаат еден по еден. Сами искачаат, ти улогата е напишана, му гледаш негова е. Така. И она, знаеш, си ја присвојува и буквално ја оживува И најважно што они цело време се по текст.
Мада има дозвола за импровизација, Така. се импровизира, нели, нормално плюс. Арнама, основниот текст го имаше внатре, така му дава шарм, онака Си го потполно присвојува. будило, па ти ја не знам колку се приметил, например, да речеме сега, нели ништо не е во животот не е совршено, ама речеме 90% случаите у сите сцени, например, ти луѓе гледаш луѓе кои што не кои мислите кога не глумат, кои малта не да се тука дојдени онака. Така, Кога е реалити шоу, ме разбираш? и ти си онака само супилно поминуваш со камера покрај нив на нивните И друштва. мислам дека успева да се олабава, да се ослободат, знаеш, и да видат баш она што се, знаеш, што е многу важно. Мислам дека секој и си ја одигра онака баш маестрално секој улогата, колку што можеше, нели, под условите сега. Не, јасно кога би имале и повеќе средства и кога би имале во А не, оно, различни... знаеш што, не значи дека ако имаш повеќе пари дека ќе направиш подобар филм, знаеш. Тоа ништо не Добре. мора да значи, знаеш, него да речеме и добро е да имаш пари и ентузијазам. Така? Убава комбинација е Добра тоа во секој случај, да. Кај не треба да јадеш да платиш струја, вода. Така. А филмот не е баш ефтина играчка, јасно. Па не само да не е ефтина играчка, јас се знам. 3 години да работиш човек, а банка Така. да не знаеш не забрка. Така, си има своји аршини кои што треба да се платат. Апсолутно. Одлично, во емисијата сме со Владимир Петровски Картер. На почетокот на емисијата слушнавме Бадминтон со Ако ми дадеш. Претходно коментиравме со Картер за тоа. Убаво е да бидеш препознаен по и синоним да бидеш со некаква си песна која е пожелно е да биде добра. А ти го имаш тоа. Ако ништо Барем друго, ако ништо друго. ако ништо друго, ако ми дадеш она синонимот по кој што си на најшироко што е можно Бадминтон се прифатени со неа. И I can get no satisfaction е тоа потписот твој. И убаво е кога имаш барем една добра песна која што е широко популарна. Да. Тоа е многу добро. Тоа е многу ми добро. се свија. На тоа вреди да се гордееш. Апсолутно, братни. Потоа ги слушаме Сарацени со Небриние на композиција која што е така доста ентузијастичка за времето која е отворена. Клиначки дена има 14-14 години колку има тоа. Така, и сета енергија во неа може да се забележи. Една убава соработка со уште еден господин кој што има веќе своја кариера за себе во најразлични проекти, значи соработка со Горан Трајковски. И сега која слушнавме композицијата која што се наоѓа на саундтракот воопшто на твојот последен филм, Денес сум среќен, филмот Каде се парите. Во продолжение слушаме Плав картон на Александар Македонски. Една композиција која што плаче да добие некаков видеозапис, затоа што ако ништо друго можеш уште повеќе духот на Скопје и на Македонија да го потиш. Не, знаеш што, еве сега ме потсети, знаеш, добро што ме потсети, например, не е лошо да и писне да направам тоа, знаеш. Така? Мислам дека барем ќе може Прва да шанса. да забележиме енергијата што се крие зад оваа функција. Што е можно побрзо да го направиш затоа што сините картони веќе мислам дека се испрлуваат од употреба. Така што Добро, а нема историско значење. ама верувам дека спотот ќе има. Верувам дека Сега со спотот. картички како е сега? Да, со електронски. Не знам, не сум на докторич. Тоа е добро. Значи, во продолжение слушаме Плав картон со Александар Македонски и се враќаме во студио со Картер да си направиме еден убав разговор за сето тоа што До го... сериозните работи во животот. Дефинитивно, во кој што уживањето во него е една од нив. Апсолутно се слагам. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дан се макабре, 244 епизода. Со мене во студиото е Владимир Петровски Картер и во претходниот блок ви дававме еден убав сочен вовед за тоа што треба да се направи за да се зачува културолошкото наследство на творбите пред се кои што ги и други луѓе ги оставиле за нас, а и ние. Меѓутоа е многу голем проблем со тоа што претпоставам дека ти најдобро го знаеш тоа, затоа што веќе имаш работено еден епохален во денешни рамки документарец, затоа што прво и по неговата должина временска и друго затоа што да се опфатат сите тие епохи на творби, за да се опфатат сите тие бендови, сета таа култура и сета таа сцена, претпоставам дека си имаш студено со многу проблеми од типот на архивски снимки, потрага, било какви аудио записи, затоа што, нели, претпоставам дека 60-ти, 70-ти и ретко каде и ретко кој можел да си дозволи да Имаше има стеќаш за што неколку режисери речеме тој погото имаше еден типче
како се викаше, што има работено тие 70-ти години, 50-ти години, 60-ти, што успеале парам од пис без нешто тоа се зачува, се сними, знаеш, она. Така. Од навака после 70-ти многу малку материјали има, значи уопште не може да се ископа скоро ништо. Може да се уште по архивите, ако почне човек да гине едно 6 месеци одека по архиви, може да би ископал нешто, знаеш, низ Мератава. Да. Ама од покасниот период, поготоа, например, дечеме 80-ти години, па тоа се све некој VHS евентуално. Да, ретко квалитетот од некој ретко кој како е зачувано и А навака веќе од 90-ти се поднаоѓа, ама сеќа тука речеме тоше со неговата дисторзија емисија на Мерка, но имаше доста нешто, мислам, материјали кои што да, има архивирано доста. Ради него имаше вако, тука се ископа нешто. А навако од видеата на пините се наоѓа. Добро, дигитални се најверојатно зачуваните. Нешто многу беше важно па да успееш да ја склопиш приказката. Знаеш, оно беше едно сценарио на почетокот, после се преврти тоа сценарио, знаеш, пошто како прво демек пак што колку имаше кај нас бендови, нели? Така? Добро. Со тој пристап. Добро. 5, 6, 7, 8, Так. 10 поважни, другото демек ќе го ставиш како спомнување или како нешто. Така, само како референтно, онака. Какви чуче тоа фрла сценарио, трмеш по нам, пушти го нек те води, пушти луѓето нек се зборат што сакаат, разбираш? Так. И искочи она што требаше да искочи, знаеш, пак се склопи тоа се до тоа. Пошто например ако приметиш тој филм нема наратор. Так. Значи нема двигател кон тоа што треба да се каже. Внатре, например, нема почне филм дека во Македонија таа година свиреше Пејче Петко Станко. Нема тоа, они сами си почнаа. Ние сме тие и ова е тоа. Целата приказка си се ја возат самите музичари, значи, си тече. Нечудно е што кога гледаш филмот, тој е тежок пристап, да успееш тако. Тоа е фактички филм, а не. Самиот филм си го кажува својот јазик на кој што треба да биде снимен. И режисерот тука треба очигледно многу добро да знае што точно филмот сака му каже. Баш така. Ама знаеш што е најинтересантно? Што луѓето кои што го гледаат себе тој филм, знаеш, не приметуваат дека фактички тој толку им е спонтано, знаеш, ти го гледаш, има тоа спонтано, ти раскаже све, си тече, приказка си тече, си вози, знаеш, самите муабети, како е се тоа склопено, знаеш, си почне се тече, ако ги гледаш сите епизоди од прва до последна, 4 сата да гледаш малте не. Така. И 4 сата ќе си гледаш филм и ќе ти биде убаво и нема ништо ти фали. Само ќе требаат грицки, пивце, нешто сокчиња, она мезе. И доста пријатели со кои ќе уживате заедно во сето тоа што е останато. Беше најше ми се свиеше во Охрид, имаше некоја си, како се вика она за странци што учат македонски, знаеш, собрани од добро некој од она, има тоа секоја година се случува. И пред некоја година која беше, и ми се јави дечкото на организаторите, вика слушај, дај бе нешто да им пуштиме на луѓе нешто наше, вика нема што да им пуштиме, знаеш. Вика може ли да донесеме македонско рок-н-рол? Вика може, зашто не може. И вика дојди, молим те, ќе го пуштиме на епизода да видат барем, знаеш. И викам ајде, ја прва епизода може, ајде. Ја како некој земам сите 4 епизоди. Доаѓам и седнуваме во една сала, нешто како имаше доле, се направивме нели платно во она, пуштивме проектор што знам тие работи, излучење се ставиме, луѓе се седна. Као семинар. Ја го пуштам, али вика не смееш превод, да нема превод, вика да нема ништо затоа што вика они учат македонски, вика за да нели. Ме разумеш, ако се ни странци, се некои што на прводни степен, некои втор трет. Почнуваат луѓе го гледаат филмов, како што си тече, ме разбираш? Мо тишина цело време. Ја викам, разбрале, не разбра, знаеш. Така. Ова е баш публиката не знаеш дали допира до материјалот. Заврши човече последна сцена, заврши одја на шпица по аплауз. Аплауз. Неверојатно, значи гледам луѓе, викам, и вика има уште? Викам има бе. Парт 2, ајде. Може ја пуштам двојка. Ја гледат и двојка. Така. Тоа треба 2 сати и нешто, ме разбираш? Така. И заврши па аплауз, вика има ли уште? Викам дечки еден сат савале. Не, давај. Вика, ама добро, вика, а овој викаме сабаје треба да станете во 8 да ги почне тоа, знаеш како им е тоа факултетски ми е наставено нешто, она. Вика може ли утре? Ајде, мора останам уште еден ден па да ги видите вторите да 2 дела, разбираш? Така. Сите 4 дела, знаеш, она со такво уживање, толку добро разбра. Тоа ми беше многу она ми остави посебен оној шмек и задоволство кој што знаеш дека времето кое што се губил да го направиш и начинот на кој што направено допрел до луѓето, пошто пази, да направиш документарец е филозофија која што треба многу, нели, многу сака работа, сака многу да предвидиш што ќе биде како ќе биде или треба да имаш како се кажа на понашки, треба многу фурни леп да изедеш. Многу јасно. И се ти правиш таков документарец кој што прво пази јазикот е чуден, пошто ретко се прават такви документарци, не? Ти имаш и на телевизија се реалити шоу кај што па некој мора да објасни што се случува, знаеш за да ти ја разбереш приказката. Јасно. А овде нема, приказката си фура сама по себе. Малтене е игран филм, само што со реални луѓе кои што таа игра помеѓу игран филм и документарен игран филм, мокументари на начин. Така. Ти гледаш нешто што речеме функционира перфектно
дури и луѓе кои што, да речеме, најобични луѓе, си уживаат во филмот што го гледаат и оној како човече лудило. Излишен би бил нараторот во таа ситуација затоа што филмот Па сам да. себе си се објасни. Да, ма знаеш да се склопи така е многу. Верувам дека е голем предизвик. Чукна нешто, не размислам реално, знаеш, не размислам начин. Лесно е да направам нешто ми станам сцени. Да, voice-over и Voice-over и си објасниш и побрзо иде така, знаеш. Так. Ама приказка да раскажеш, да си има, да си вози од прва, после 4 сата да си заврши, знаеш, мислам дека е со многу символика, во незе со многу, знаеш, поготово последната сцена на пример у филмот на пример. Кај што суперки ги соблекуваат гаги. Така. Говори многу за етитито онака за самата душа која што има. Да, и Селенери пусува самиот тој како се викаше, тоа не напрегистува, како се вика Трачери. Така? Кирчо. Таа неговата стата, ја обожавам истина. Секогаш лути, секогаш на точен. Е шампион, го обожавам. Значи, македонски рок-н-рол успеал да допре до луѓе на кои што не им е мајчин јазик, кој што го има јазикот на кој што е работен филмот. Меѓутоа, јазикот на рок-н-рол е очигледно универзален. И луѓето кои што го творат со ентузијазмот, очигледно дека допираат без разлика на јазични бариери, без разлика на било каква поделба да се има полова или расна. Значи, тоа уште еден доказ е плюс за успешноста на самиот филм и самиот потфат кој што имаш направено. Значи, премиера ти си направил буквално на таргет група која што била увезена од странство за да го процени филмот и неговиот квалитет. Меѓутоа, во денешно време, барем мислам дека кога малте не се е дигитално, пожелно е сите бендови кои што творат и кои што работат да остават некаков си запис за себе, затоа што како што самиот филм е доказ за векови кои што не можеби во идни генерации не би можеле можеби да ја слушнат таа музика. Ова е одличен доказ за едно време. Ние живееме во днес, гледаш дека веќе е сајбер, влеговме веќе малце, ако не премногу, ама влеговме во сајбер време кај што светот гледаш дека е глобално село, мислам, права смисла на збор. Так. Кај да тргнеш за 3-4-5 сата си таму. За малце подалеко ќе требаат 5-70 сата, ама од друга страна планета за 15 сата ќе стигнеш. Ако ништо друго има видеокомуникација. Сакаме да кажеме наша убава малечка планетичка која што не ја цениме воопшто и сакаме многу лесно да ја скршиме, гледаш со бомби со едно со друго, да биме мајката. Не знам како ќе вегаме после, само тоа не ми јасно. Да, немаме друга планета и алтернатива, да. Алтернативата кај ќе идеш после ваце, сега не прснеш што викаат вода имало. Да, ама тоа не е доволно да не удавиш сите. Погледни го земјата го каве, дедеш го кацки сме на трунка уч. Така. А не ја цениме оваа земјашнија. Сега ти кажам, мало глобално селце више стана сето, знаеш, од една страна, затоа што гледаш на пример комуникации, компјутери, интернет, се до тоа више не сврзува со најдалечна точка во иста секунда. Немаш потреба да пишеш писмо па да пратиш у пошта, па пошта да го прати, па после па да се надеваш дека поштарот ќе го донесе, да. Да, ако го донесе поштар. Него информацијата добиваш во иста секунда, во исти моменти, со се што се случува во сето. Сега да кажам, самиот запис на она што го правиш, го збораме дали е музика, дали е било што, ако не е визуализирано, онда нема више истата јачина, нема таа, зашто днес сме навикнат, која ствар, чекам видеото. Така, тоа е. Првиот потфат YouTube отвараш одма, да. Отвориш да видиш песмата, знаеш, како е видеото. Ако не е никаде зачувано исто како и да не постоело, искрено заради тоа што со тек на време ќе престанат да фигурираат и луѓето кои што го виделе и никој нема да има било каков визуелен доказ за сето тоа што се случувало. Затоа од круцијална важност е твојот документарец пред се и сите други потфати да на архивирање на сета таа сцена која што фигурирал. Така на страна па сакам да кажам да луѓето кои што сега например исто прават музика, добро е да ги визуализираат своите песми. Ако не може со професионална опрема, нека земат наобична камера. Имаат сите некој лаптопче, нешто, нека пробаат да направат нешто, ако не можат, нека најдат човек или пријател или било кој нешто. Својата музика нека не остава да остане само во рамките речеме на некој аудиозапис, јасно. Аудиозапис, него на било кој може начин нека пробаат да се направи некој видеозапис кој што речеме ќе успее таа ствар да можеме да имаме задржано, па за утре сме живи и здрави, нели да се влеземе дали у некој
друг ќе му текне или било што ќе се прави некој друг филм или било што да е, не е важно. Нели? Јасно да може да се Некој видеозапис да има, Так. пошто знаеш многу е тажно, ти викаш, абе што сега денеска ово, абе направи го. Може денеска нема вредност, после година 2, 3, 5, 20, 30, 50 ќе има огромна вредност. денес барем технологијата имаме со дигитален фотоапарат може да се направи доста солиден видеозапис, така што да, може да се дозволи реално, не е технологијата никаков противник, напротив туку ги олеснува самата Ја работа. не некои луѓе, добро, например, во основно луѓето треба да имаш знаење пак за да направиш добар видеоспот, Јасно. ама украинали нека биде и наивен, знаеш. Така. Нека се направи ете со 3-4 кадра, нека биде да речеме било што, важно да го визуализираш тоа што го правиш. Јас, духот да го има, духот да го има. Да остане времето, па сега ме разбираш. Зашто музиката веќе порано да, знаеш, она како беше на видео Kill the Radio Star. Така. Кога овој имаше точно на звезда еден, како се викаше еден джезер еден. Многу беше звезда еден, Джексон, како се викаше. Океј, добро. И нешто онко, тоа видео спотови, тоа обилат музиката, тоа нишо, тоа ја спотови нема да снимам никад. Си го снема човек, више никад год толку беше. Така. Чао пријатно сме го заздравија. Нема место за него на тебе. Нешто немаш ти да запреш времето исто како со филмот, нели, кога измислуваат микрофони и почнаа да снимаат звучни филмови, нели, и почнаа да се бунат овие што снимаат неми филмови тоа. Така. Што е ова, како е тоа, да. Не може така токис, да. Како кој ќе не разбере надвор, а како нем филм си те разбират, кога сакаш пушти го немаш гаре. Да. Имаш светска дистрибуција. А вака сега со токис вика кој ќе не разбере ние англиски збориме, европјани ово не знае. Да, меѓутоа очигледно дека функционира тоа до ден денес. Кажи ми за да ги офатиме вака, додека говориме за различни духови на различни ери. Ајде објасни ми како изгледале крајот на 70-тите, почетокот на 80-тите, фол јазик и Сарацени? Како дојде до кажи ми пред се како била односот помеѓу бендовите, слушателите, каква била сцената во тој период, од што се има родено сето тоа и дали имало тогаш каде да се свири воопшто таа музика? МКЦ како секогаш функционирало? само што се отвори МКЦ, знаеш, тие Так. години, 70 и дали беше 7-8 нешто, на Мирко беше директор. Тој беше еден човек кој што речемо сега, мислам дека е на Скопско лето дека така нешто беше најмлади директор на балет. Он беше тоаш овако, мислам дека вратите на МКЦ беа отворени, знаеш. И ако Одлично. сакаш да свириш, не беше проблем, знаеш. Одлично. Таму. Арнома, да речеме, самите 70 и збориме 70-80. Така, крајот на 70-ти, значи. Ефектен копи, клинец, мислам, Јасно. тако, знаеш. И сега, знаеш, ја ги као клинец ги гледав, например, оние како се Тор, например, Црногорецот или Така. Аки пееше со тоа, Тор тогаш беше парни ваља. Беа Коки со Триангл, Така. Лепи Сол, само што направија Само што кариера, била само што оформени, почнува така. да свират. Бизбес нормално, они мислам не можеш да ги видиш тогаш уживо или било што, ама слуша за Фигурира така. Да, имаше еден надпис овде кој пролет денес кога стои на зграда разбали избриша, знаеш, секоја недела Бизбес, знаеш, да свирки. Одлично. Биле врежани во градот. Така. И беше тој еден период кај што јас почнав да спознавам сам себе, знаеш. Прво мислев дека сум луд, например, знаеш, као нели клинец сите слушаат Скопје, нели фестивалски песни на Скопје. Така. 81 како беше она нешто. Текно Шансони, така. А ја наоѓам, речеме, не знам кој радио беше и вика, не знам, тоа Пептенков мајче, знаеш, 10 years after, нели, going home. Така. И ја се слушам ова, тоа ме она, знаеш, ме ти влегува и не знаеш како да реагираш. Така. Да. Што е ова? Да, што е се ова се, знаеш, она, go home нешто. 10 years after, Така. разбираш. Па после како што почна да ги откривам, почна се отвори цел сет, нели, почна Stones и Beatles и па нели, Јасно. навака па цел оној хардкор пред панкот и после оној самата последица Pistols и целата панк, да не кажам шминкерска револуција. Океј. Пошто сепак е тоа дел од фешн, нели, ова покасно, нели, и силата тоа што се случуваше. И Се после гламизира. Да, со тоа што нели се тоа, ја баш упаднав во тој период, баш оној прелаз, да речеме, ја клинец од 12 години колку беше, има гледам фацата на Џони Ротен на Jukebox и нешто Така. писание, и он вака со на фаца на што Да. беше и вика, они вика не знам да свират, не за тоа, она вика, они многу се провокативни, направи ова, направи она, знаеш.
И тој еден клинец, еден типац имаше кај мене комши и идеше за Лондон, купуваше плочи на метро, знаеш. Така. Што има најново, дај ми цело. Тогаш можело, ако ништо Па друго не, се он купи. беше заедно, иначе ќе земе таму, ќе ги доноси Така. тука, знаеш, после ги шиткаше на диџејеве, она, знаеш. Да има нешто да се пушта, така. И они стално сакаат да има нешто ново што никој го нема друг, само не да го има. Така. Тоа беше привилегија, знаеш. Значи најбаран човек бил кој ќе стапне во Македонија. Да ги нема никој друг, само он да ги има, Така. знаеш. А овој ќе ги донесе и ги шитка, знаеш. Така. И меѓувреме доаѓаат, купуваат стално кај него се петкат нешто луѓе, тоа на црно го правиш. И доаѓа ми вика, слушај, што правиш? Викам ништо, викам, дојде вика имам некој почет тука, викам, не бе, никој не ги сака, викам без везе нешто, глупост. Ај види што е ова нешто. Добре. Вика некој с секс нешто, вика, што е. И ја идам кај него. И гледаш И отворам секс бизнес never mind the bollocks. Болокс. Те чекала плочата да ја земеш. И ја гледам вака и почнам се за трака, знаеш. Викам, што е ова, бе? И ми вика, абе не знам, вика, абе што знам, вика, без везе, таму е грбр нешто. Гласно е нешто бучава. Така. Аз знам дека што се прави таа плоча, нешто. Лондон не можеш да купиш. Јасно. Да, продава по тезга. Како завршила кај него? Ја не знам, баш викам, дај ми цело метро, сам буквално, што имаш најново, дај ми ги реду. Ја гледам, вика, ако сакаш, вика, земја, вика, нема проблем, за не се, вика, не мораш, вика, знаеш. Не морам, одлично. Таа поклон ти, Одлично. викам, добра, ајде, знаеш, онако, ќе ја ставам на страна. Добро. Идеме, што имаш друга, не знам, ова ничем, оно, таму нешто тарарабара, знаеш. Точно е дома, нормално, баб става, ние... Така, така. И револуцијата почна. Али сам да кажам, го осознавам што е период, и мислам дека сум сам. Ама денешка откривам животот низ градов, тргнувам, нели, завршувам основно, тргнувам прва и ги денешка почнува да искачаат Раде, Типи, Тони, Спендо, ово и оно, знаеш, фацулиња некои фаци, знаеш, она Бутот покасно, не знам овој, не знам оној, Деко. Добро, сега малце пред зборам за овој малце пред тој период. Кои што гледаш дека се слични како тебе, кои што се исто го имаат интересот и ентузијазмот. Да, глупост. У тебе и едноставно гледаш дека тука има нешто, знаеш, и почне таа цела она наша сега наш начин на правење на сите глупости кои што може да ги направиме у градот. Прво си колку имаш 15 години пун со енергија, светот е пред тебе, животот, да, пред тебе и ги правиш сите оние, сега не сум се сменил денеска, не дека сум се сменил нешто. Тоа е добро. Не сум добро. Само да кажам, тогаш од тој момент сите изгледа супер. Само година дена пред тоа, идеме во Мусандра и Мусандра беше за да влезеш унатре, треба да застанеш, знаеш, не можеш само парови пуштаат например. Да. Ја сум го слушал тој дирижирачки момент. Типа са ние купили се седнодневни, не знам кој така нешто. И тој 8, така 7 или 8, не знам. И овој вика се честите тука. И го ќе помине која женска, ќе викате женска за диско. За да може да влезете многу јасно. И ние ајде стоиме ако ред се мушки наредени, женска поминува, женска за диско. Добро. И една, друга, ти не викам женска иска, да. Ајде, фап за рука. Трчаш рамо, тоа гужваш вати згор. Така. Прво мој влекојни. И некако стигнеш да се изгураш до врата, нели, кај ти е женската таму. Тука, ајде, влечеш. Имаш карта се симњам доле, и само се знам како што се симнав доле и човече идеше емисија, Стонси. Ама атмосфера доле и само гледаш раја вака, ма пуна Мусандра како беше убава тогаш, што не остане тој клуб тако како што беше, тоа беше феноменален клуб. И гледаш цело на раја женски нешто, она грми музика, нешто, она и така те мало на буф у глава. Тоа смеса, од тоа чувство, од тој она Илан, драж, да. Разбираш, до она спојување што се вика она Pistols, не знам, па после целата таа клеш сцена, па да не зборам си, не знам, Иги Попов, они ги открива си другите, знаеш, они целата Демнет, Шем 69, UK Subs и X бендови, нели, она Stranglers, само да. Кој ќе го сами, кој ќе влезеш у целата магија, кој ќе влезеш онако некој се отвара таква еден паралелен универзум, кој што него додирнува реалното, знам, ме разбираш? Да. Што тоа паралелен универзум, знаеш кај што ти е толку убаво, и имаш уште и ортаци, имаш... Така, имаш истомисленици кои што застануваат со тебе и со живот имаш мислени во таа заедница. Од денешка кога почна да речеме трговскиот нели беше направен, имаше нели пред Ванила тука. Така и тоа било култното место. Да, само ние на друга страна пред Фонтана, пошто само беа Косијановите мисли. Добро, имало значи Warriors, ова е пред Warriors, онака борбата на бандите. Не, врска, сте си ме заедно, така, јасно. Него демек се
тоа беше пред фонтана, знаеш, како што е Ванила, тука, тука чошето, тука баш, тука се седеме, тука наша банда. Така, баграта таму се збирал. Сега ти кажам, рајава е тука, се случува женски, се случува дружење, се случува откривање на животот, знаеш, ти си 15 години, знаеш, така. 14-15 и се дешава све и таква експлозија на чувства тогаш, у тој момент, поготоа што Скопје, ден денески секојаш е урбан град, знаеш, има својот дух, своје дишење, знаеш. Ја го обожавам секој временски период без разлика. Бетонот е убав, ме разбираш, кој ќе го доживееш на друг начин. Сите можни глупости таму ги правевме, од типот оној лежиш доле па ќе те рипаат со точак, гаѓање со шампити, фрлање у фонтана, мислам, секс со жена парк, ме радиш и такви финти, All the good stuff. Тука не отворено, мислам, знаеш, луѓе поминуваат и правиш глупости. Така. Да сите оние финти, речеме, мочаш сите мостови низ градов, разбираш, и се качиш на гради, викаш, ураш, разбираш, бендови свириш, организираш нешто. Цело време си у некоја акција, ме разбираш. Така, има движење, има енергија. По клубови нешто, знаеш, наоѓаш место да нема место, ти ќе го ископаш, ме разбираш, така. Го ископаш. Али пази, тоа нас никој не го сервирал, например, знаеш. Така. Мене ме сервирал никој него тоа, ти ќе го ископаш, ќе го најдеш. Мада естаблишментот и власта не баш многу. А не дека им се допаѓало сето. Па не, знаеш, некој пати не собирам или се че не собере од тоа. И у милиција. Што правите вие? Каква сте вие? Кој е директор? Абе нема директор свири. Каков директор? Да. Свирка е. Свирка е, така. Че не протресат што е ова, не чига деца од сам знаеш, дека се она, знаеш. Ај чигате. Добро е што имало некој со сенс за музика. Самите ние, нешто речеме, ти реалниот живот, например, добро, денеска ти можеш да искочиш да знаеш забава цело ноќ, тоа немаше шанса, например, ќе останеш до 10-11 затвараат клубови, нема ништо, мислам. После почна покасно малце, нели, горе панорама имаше. И кај имаше што јас знам, места кај што можеш да останеш малце покасно. Иначе после 11 обично завршуваме на железничка, знаеш, не на новата, него на старата. Така, кај сад. Вамо кај ова и тука имаше тоа пиво продаваш и штом ќе не збркал сите клубови нема кај, тука ќе да ме пиво и плескајцо, 2-3 саат ќе седиме тука, знаеш, се зезаме. Цело време правиш некои муабети, некои знаеш, не збориш за реални работи, него збориш за она креација, како да направиш ова, како да речеме бендот нешто ствара, она живот, односи, луѓе. Знаеш, она целата таа еуфорија која што ја добиваш и која што ти се случува, те пуни со таква енергија, знаеш, дека можеш се да постигнеш онака го имаш ела. И правиш и цепаш, ме разбираш, сакам да кажам, тој момент поготово што да речеме, прашањето беше и со другите бендови, и други бендови кои што речеме, ја после умеѓу време од подвонила, буквално еден бенд некој Sex House се викаше, добро, глупо името под влијание на X, нели? Добро. Мислам, знаеш, она имаше и чека кој беше пајак панк некој бенд што ја знам така нешто тарара барара. Добро. Додека не успадна целата варијанта на фој јазик свира, нели? Една свирка или две има некоја песма, дете на 20 век. Така. Џони беше дојде, ама они се спукаа, буквално се степаа, буквално мислам меѓу нив онака, мање кршење, знаеш, квалитетно. Добро. И Џони доаѓа пред Ванила, нешто се запознам нешто на тарара бара. И почна целиот муабет, знаеш, од ја и оно. Пошто ти кам седнеш со музичар и си правиш муабет, имаш цел ден да збориш, цело нешто да збориш. Прекинуе реалноста, ти седиш пред Ванила или седиш на некое друго место, не е важно, некоја клупа не е важно, или пред Ловец или било каде, сакаш? Ке си седнеш, пиво нешто во или било што нешто и си возиш муабет. И тоа си тера и трае, и нема крај, ме разбираш. Со Џони исто тој ни се случи, тој некој клик, знаеш, она, упадна во цела варијанта, буквално се бубњарав со Вешмено заедно, влезе и овој Пума, и целата таа магија со фол фактички, после тоа почна да функционира и беше да, таа е новата постава нели од фол јазик што се раѓа колку ја влегуваш. Беше важно што беше прашањето, речеме, дружбата помеѓу другите бендови, она што беа, животот сите са новиве бендови има она желба секој да направи своја музика, да направи нешто интересантно, да направи нешто ново, да биде оригинален. Помош да, еден со друг. Ми треба почало, еве ти го почалото свири. Така тоа немало ни збор, така. Тоа не. Тоа не беше проблем никаков. Мислам, што ти треба, ќе најдеш. Така. И јас сум дал, ми давале или било што. Ако го нема тој дух, онда немаш ни овако. Али важно сам ти кажам, собирава од 8 през Ванила. Имаше у парк позади стадионот имаше едно кампинг се викаше место. Имаше една кафана таму исто летно време, цела раја беше таму се знае на оваа маса седат овие, на маса седат онаа. Така. Сакаш од тој тип на живот, од тој тип на дружење, ги знаеш кој бенд како е, сите меѓу нив нешто знаеш со овој со оној.
Така соработувале, а и воопшто членови од бендовите од еден во друг Апсолутно. преминувале затоа што има потреба од басист, доаѓа басист А нормално. мислам дека ден денеска не се сменило ништо, ја мислам начелно зборам за рок-н-рол бендовите. Не, се уште си имаат комуникацијата, тие малку, не тој сакаш? грст бендови кои што свират воопшто денес, Да. ако има воопшто место каде тоа да го реализираат, затоа што тоа денес е поголемиот проблем. Локациите каде што се свири, за разлика претпоставувам дека како што напоменуваш, да, МКЦ секогаш ќе биде отворен за секаков вид на бенд, меѓутоа потребни се плюс локации каде што ќе може да се свири, затоа што не е само една цена која што треба да се прати, нели? Да, па видиш, например, не дека ај тогаш имаше речеме он така по некоја манифестација која што можеш да ама ја речеме јас моја би била препорака на сите овие например дечки кои што свират денеска Така? воопшто. Дечки, не чекате некој да ви направи нешто. Искочи направи го сам. Не чекај да ти направи нешто. Не, сакам ти кажам, знаеш зашто? Речеме наоѓаме некој студентски тамо дом, наоѓаме некоја сала која што има кантина, не знам што име на луѓе во собирање. Така. И дечки не може да правиме тој концерт, може. Се договориш она плакачиња, Да. трап, Појачалата. Појачалата ги ставиш она малтене коза тезга бенд нешто со она едно разлаче колку да Така. разлазеш, бубневите, гитарите и пичи скирка, разбираш? Се да кажам, Се збираат луѓе, си прави да, журка. ти викаш раја, например, знае дека ќе се рачи низ графон, не мора да има на телевизија или не знам на било каде. Многу јасно Пушташ само глас овде, функционирале. овде. Плакат, флаер, тоа е Да. убаво. Ќе ископаш некое место, сам ќе го договориш, кое што не е регуларно место за свирење. Ме разбираш, Многу што не е, сам ќе го ископаш или сам за себе да чекам. Ја ќе го ископам, ќе го најдам кај, ќе договорам с луѓе, ќе влеземе, идеме и правиме свирка, разбираш. И тоа функционира феноменално, ме разбираш. Одлична свирка ќе си направиш. Така. Топ, ме разбираш. Луѓето задоволни, бендот Да, што повеќе. да. Знаеш, поготоа што например чудно беше имаше едно кај што е сега корнер, тука имаше на улица вака, пред да се направат новите згради, Добре. имаше тука на улица имаш на кафана се каше Скопје. Таа кафана онаква со флипери, со млипери, онаква и на време таму тезга бенде го свирал, имаш на Так. бинче. И му дојам тој каза, викам, бац викам, гледам тука имаш ова нешто викам. Бина. Бина, викам, може да свириме тука, свирете бе, нема гајле. Добро, ето отворено бина морам Ја пуштање глас низ град, човече ти не знаеш тоа, беше милион луѓе да. Така, му е препородивте кафаната. А жив човек не може надвор. Јасно. Абе тоа улицата надвор, тоа према партизанска надвор, абе покол, не може луѓе да достигнат уопште Така. физички до кафанава, камо ли да влезат унатре. Сакаат луѓе да слушаат добра музика, зашто? Тоа беше ептен, сакам да кажам еден простор кој што овакво буквално ископување од нигде, на пример, и тешка станува место кај што доаѓаат милион луѓе. Сакам да кажам, убаво би било бендовите да пробаат и самите нешто да направат по таа основа, да речеме, да Така. најдат да ископаат некаде некој простор кај што би можели и сами. Мада да речеме, јас сум еден од тие првите, пошто не знам колку знаеш, после 84 година се бави со држев и клубови, дискотеки, Така. кафичи, што јас знам, тарара барара. Пошто, нели, сакаш некој до самото живот, Не се бега од тоа. Па не, јасно. па ја тие еден од тие што изборивме за да имаме живот после 11, ме разбираш, на пример, го пробивме таа бариера, нели, со тој со цаја, со овој, со оној. Затоа што за Леманата со Еден град и тоа како е по потребен ноќен А живот. успеавме да направиме да речеме да можеме да се избориме до Саварија да држиме да има живот колку толку, сакаш, да малци пробиме тие бариери. Така. Али мојавето ми беше, ја ги воведов оние, да речеме, сите мои клубови од прилика почнав да правам простор кај што ќе може прв пат. До тогаш немаше, на пример, не се случуваше кај нас, да речеме да имаш ти приватен кафич или каван, да имаш бенд да дојде свири, знаеш. Во храм, на пример, отвори бирата беше отворена, може да свират буквално се качи кој сака и ако има некој динар, ако се направат пијачки, ќе им даеш уште некој динар на Јасно. луѓе, што е феноменално, ме разбираш. Почна там, тука се родија сите овие бендови, од Woman Haters до послани предани Blue Funky Individuals, па да не зборам до X бендови, од Агресори до Водоли, до кои се не тие бендови Так. што свиреа од тој период, ти има шанса да се качат на бина, знаеш, ако ишто друго некој динар да извадат вечерта, разбираш. Еден CBGB во Па македонска форма. Не, само што речеме, нели, стално проблеми ќе имаш, нели, оваа гласна музика, ќе до емилиција ќе ме соберат. Со вајле Ја. еден два. Да, јасно, јасно. Не знаеш како ти више таму доброто, кај си е, баце, кафе сакаш, ќе пиеш, ќе пиеме. Да. Тие сме луѓето, веќе се знаеме, Остани се, муавето, да. Али сам ти кажам, ја тоа го направив, а еве да речеме добро е што да речеме денеска има овој тип на, да речеме, поиграш по кафичеви Има барем за кавер верзии. Да, за тезга бендови има и се за свиѓа, тоа. знаеш, што и тоа е добро, ако бареме жива свирка, знаеш. Да. И луѓето може да вежбат, али за овие бендови што има своја Авторска музика. може би може да речеме не мора да биде тоа петок сабота, кога имаат кавер бендови, али може да земат простор понеделник, вторник, среда, знаеш. Многу јасно. Па си освират на своја свирка,
клубски рамки, нека бидат 10 души, 15, 20, Така. 30, ти тек секоја свирка тебе ти е корак напред, знаеш, она. Јасно. Има една еден афоризам од Конфуција, цел живот си го сакам, се вика и клоцов грс е корак напред, разбираш? Ако извадиш полука од тоа. Сакам ти кажам, ако на луѓево, ако ти дојдеш да освириш за 10 души, 20 души, знаеш, не е важно колку луѓе има внатре. Така. 20 души да свириш, ти имаш тоа се вика Фен се бейс. пече за начин. Да, се Ме разбираш, ти се не можеш крчка. само да свириш речеме на проба и чат пат да искочиш да речеме макар се организира или овој ако не го организира еднашка. Знаеш, ти мораш да си направиш да садиш тоа како дека тоа ти е живот и дека тоа ти е работа. Ако ти е Така. хоби, добро, свири си како хоби, знаеш, Да, ако да. ти си решил да се бавиш со тоа. И имаш одговорност. да, имаш одговорност од една страна, од друга страна направи си го нека ти биде занет. Ме разбираш, Јасно. ама занетот се пече со работа. Само да Точно. кажам, има клубчиња, договори го понеделник среда, кафана што сака Так. некај, ќе ти дае шанса ќе отсвириш. Ако успеш некој ден од карта извадиш, феноменално. Ако не, имаш добар и само тоа што се случило таа вечер, тоа се освирил авторска музика, зборам. Така. Тоа што ќе се случи таа вечер, со тие луѓе ти таа комуникација што ја направиш и тоа ослободување од оној страх, пошто ти не знам колку знаеш речеме, има еден проблем што се вика пред да се качиш на бина. Да, има. Боли стомак пичка. И тоа како. Тоа не да Така. боли, кине. Да. Не знаеш што со што ќе се соочи. Така. И кога искочиш нагоре, ноги тешки, оло 20 кг, што мајка барам тука да си бегам, бегај, што ми треба ово. И почнува првиот риф И кога искочиш и горе лака и пушчеш грагага и после више не се симне озгоре. така. Сакаш да свириш уште 2 нема сати. шанси. Така Нема е, да се мислиш. до тоа. Али сакам да кажам, сите ти ако направиш да речеме ти како клиначки бенд, да речеме 14 години, 15, 13, не е важно. И успееш да обезбедиш да речеме барем една или две свирки во месецот, ќе земеш по 500.000 денари, не е важно, 2000 колку ќе можеш да чариш Така. нешто. Па се тоа некои пари кои што ќе купиш жици и овона, ама од друга страна ќе имаш шанса да освириш својата музика пред луѓе. Така, А да макар споделиш биле дел души. од себе, јасно. Макар биле 20 души, не разбираш. И ќе се прошири зборот наоколу и ќе тие 20 души носат уште 20 своји пријатели, тие си носат своји други пријатели и на крајот на годината имате онака во зависност колку бендот нормално е амбициозен и колку сака да биде посветен на својата работа. Но нема ти колку си добар, толку повеќе луѓето сакаат, тоа никој не го Јасно. рази. Он вика, абе нема леп од музика, бе. Не се роди дали има или нема леп од музика. Може тебе не ти био. Така. Така никој не си го Ја, прашува не, бе, тоа. тука нема, ја пробав тоа не може. Не, ништо не може, нема што не може. Ти пилјара, Така. можеш па да рекнеш за 3 дена, шо? Така. Разбираш, кој ти гарантира дека ќе правиш бизнес? Сакам да кажам, мисля ти е со ова, ако си добар, народ те препознае. И ако си истраен и посветен на Ова својата ти работа, дојде. А нормално. сега добро, ајде да речеме дека не можеш фул да живееш, да речеме евентуално ако ти можеш да идеш градацијски треба да идеш напред, не може. Нормално. Едно друго хит, па да стигнеш до За секој ниво нели треба и турнеи. Зашо па не, ама ако си добар бенд, не можеш да кажеш дека нема да добиеш позив да речеме по некоја турнеичка да направиш дали Така. е Германија, дали е Србија, Белград, мислам што ја знам Хрватска, Словенија. Соседниве земји Бугарија. Не знам нешто, гледаш има размер од Грција да јад наши во Грција, знам дека свира, да ме свира нели како се каже, овој стално иде овој Васко е царот. Така. Он беше во Грција чак што ише ми свиреше таму на анархистите. Васко има свирено на крајот на светот има. Шампионов. Сакам да кажам, мислам, тоа е таа филозофија која што мораш да имаш у себе без разлика на што правиш. За ако сакаш да идеш напред, и ако сакаш да го испечеш занатот, зашо? Јасно. Пази ти ако не Да, цел свет не чекал дека твојот бенд е најдобриот и дека сите те чекавме да го земеш инструментот и да свириш. Нека не очекуваат бендовите дека да, конкретно тоа ги очекува. Меѓутоа ако сакаат убаво да си поминат, Да, ама не, нешто е најважно на работа. Нема во животов ништо лесно. Јасно. Кој ќе каже дека да речеме, абе тоа преку ноќ, кој преку ноќ бе? Како сам преку ноќ? Тоа преку ноќ се случи само големите индустрии на мерка што Так. речеме во еден период го имаше тоа, на беа Мили Ванили и такви О, некои бендови, добро. знаеш кој што ќе изземеш лепошкасти дечки, ќе рипкаат малку, а и позади екипа цела армија им прави музика, ово на спото и така. Тоа веќе е завршено. Да, него зборам ако сакаш да бидеш музичар, ако сакаш да бидеш што било во животот, сакаш да бидеш доктор, сакаш да бидеш филозоф, сакаш да бидеш што Так. сакаш биди, Так. граѓевинар, не знам што сакаш биди, знаеш она, сака да го испечеш занатот. Без да го научиш кога што треба, не можеш да бидеш најдобар. Ако не си најдобар, ништо не правиш. Ме разбираш, сака Јасно. работа. Секоја планина си е финалето, своја тежина. музиката, Да. нели кога искочиш ти на свирката, еве типичен пример бадминтон степени. Така. Година и нешто дена свиревме секој божји ден во Гаража, подрумот така. кај Бут доле, каде што имавме секој ден по еден ден пауза, речеме неделата, проба. Кај што ти учиш
учиш, не само што го учиш оно што свириш, не правиме музика нонстоп, само поише се зезаме. Знаеш, али важно работевме, кога искочиме после година дена од тој подрум, кога почнеме да свириме по свирки, имаме толку уиграни, толку евме јаки, толку евме ти гледаш дека има мој тој бенд, мислам, ти тројца луѓе прават музика која што авион да се спуштаме, разбираш? Ја гледаш таа експлозија која ќе искочи надвор, ама тоа е последица на многу макротрпна работа. Ја сакам да ја потенцирам како макротрпна, зашто она се, ако го нешто го сакаш, онда кога го работиш, тоа више не е работа. Не, така, тоа е уживање. Меѓутоа, до тој момент сте увежбани што дури на бина не ни мора да не можеш да опредвидиш било кој потек кој што ќе го има басист од Ритапа народ. Затоа што можеш да прочиташ само со поглед, нема потреба да застануваш. Дури самата свирка е вид на проба. Сакам да кажам, ако веќе свириш, ако мораш да свириш у што ја знам у подрум, па свири во некој клуб таму што ја знам, че 20 души ќе те гледаат, со публика што те гледа, барем ќе си го успееш да напишеш на комуникација, ако ти си доволно интелигентен да сватиш што ќе го потикне него, која ствар, кој ритам, кој што би го натерало да стане, да игра, да рипа, да скока, се зеза, нели? Пошто музиката до крајна линија е забава, тоа е ентертејмент, исто како што и филмот, ме разбираш, тоа се луѓе кои ќе придеш премногу сериозно направени музика, премногу сериозно направени, и тоа е многу сериозна работа. Премногу сериозна работа. Но ако ти ја даеш таа нота на сериозност у тоа што го правиш, а нема забава, тоа луѓето го чувствуваат тоа, знаеш. Така, не можеш да го фолираш тоа едноставно. Су опарен или не знам што, знаеш. Или ти играеш некој велики интелектуалец. Да, сите сме интелектуални, не стикери. Да. Сите сме. Кажам, седо тоа може да ти направи да идеш напред. А најважно е денеска да идеш напред. Не сме да застанеш. Нема пари. Што нема пари? Ништо нема пари. Ако гледаш ако не се трудиш, нормално дека не мораш да работиш. Денеска мораш да искочиш и да работиш. Само работата ќе те направи она што треба да биде. Само да ќе си дојдеш, тоа е тоа. Покрај фол јазик и сарацени, која што е еден етапен премин, предпоставувам, до формувањето на Badmingtons. Кажи ми, од што се роди таа потреба и овие членови кои што влегувале и излегувале и оделе во Мизар, например, имаш голем број на членови кои што биле составен дел и од Badmingtons и од сарацени. Кажи ми како се роди потребата воопшто за Badmingtons од сета таа дружба која што ја имаме од фол јазик, значи. Затоа што ова се нели 80-тите веќе години и 84-та некаде година, ја 81-та например, 81-та дојдовме ние до као сарацени, дојдовме договор за поча што ја знам за снимање. Но ја во војска и бубњарот кога отиде во војска и немаше шанса да го снимиме. После кога се вратив, не ни продолжиме свириме нешто некој период, почна некои варијации на тема. Сега Горан, секогаш Горан, нешто кој имаш двајца јаки личности во бенд, onda се случи не конфликт на интереси, знаеш, ни тоа пошто ја многу добро функциониравме и како ден денеска функционираме, ми другарче тем нешто. Него сакам да кажам, он гледаш дека исто јака личност и дека он има своја музика и сака дека он има што да каже, дека не е празен, знаеш, јак исто. И сега немавме ние конфликт у бендот по таа основа, знаеш, него едноставно дојде некаков таков момент кај што тој начин на негово размислување, иако ја го сакам, перфектен е, но некако не само што не се најдев ја себе внатре, знаеш, него имав потреба тоаш да правам нешто друго. Така. Два сосема различни автопати тука се движат. Арно, тоа не го направивме на типот, речеме, ја тебе, ти мрш, ти ова, ти она, не работи, не сум никога тоа најдругарски, знаеш, пошто ја меѓу време со Бут се запозна, знаеш, она. И некој ја и Бут почнеме да правиме таа некоја си своја филозофија, а ваму влезе прво овој како се викаше, што е сега Климе, мислам дека сега е на Мајами, и после влезе таа некоја си постава на овој каже Даво. Даво и они тоаш баш го направија, Семи свиреше бас, Шпина од бубњеви, Даво гитара и овој каже го и Горан Анастасија како вокал и он не свиреше, значи басист. Него таа ни на постави, и она што ние после со ја Деко и Бутко што направивме, ние се дружевме цело време, ние бевме исти свирки на она, ако имаш потреба од нешто или било што, значи Шпинот, например, кога Бут отиде во војска, Шпинот стигаше на негово место. Така. Немаше врска тоа кој е што е како. Дури евме на лоша ситуација во Тузла на свирка, например, после транспаренти нешто паат на Византија. Ние сега чуеме на бина, ние сме Badmingtons, знаеш? Викам, дечки, викам, да не е грешка и през информација, викам, ние сме Badmingtons, викам. Ги знаеме песни, може. Али бубњарот, Бут, што беше од Незатер. Не е важно. Сега ти кажам, дека тие два бенда
се случуваше, речеме, нели имаше бас, ако се сеќаш Белградска алтернативна сцена, имаше Така. Загребачка школа, Така. не знам, Тарара Барара, словенечка нешто. Сите има некој свој дух, дури у Словенија се у Босна е искочил и цел овој покрет, овој нью примитивизам. Со, нели, со како се вика, забрането пушење и Така, банда ЛСД. Словенија се НСК, нели... Да, а од кај нас некако тие два бенда, некако мислам дека од сите алтернативни, ако имавме некој си наш шмек или наш звук или скопски звук или нешто што ние може да понудиме од овдека нагоре. Значи они што го нудат таму, ние го нудиме ова тука, знаеш. Така. Тоа поминеше Извоз. фантастично. Да. Па малте не, знаеш, и тоа беше кod на сцена малте не, пошто тешко еден бенд, онда е бенд, ако се два бенда и повеќе, онда е веќе Веќе сцена е, да. Да. Успеме да наметнеме, да се наметнеме ко многу сериозни она што го правиме, да го понудиме надвор и да имаме доволно позитивни. Ми буквално работевме од тоа, мислам, имаме свирки. Па цело време сме некаде, че месец минимум 2-3 свирки ќе свириш, дали е Белград, дали е Рума, дали е Ниш, дали е Сараево, не знам, Загреб, она, знаеш. Да, ама автопатот Иде те прави свириш. како бенд, те Да, зацврстува очигледно. Сакам да кажам, од тие два бенда буквално тоа се случи за да речеме да ги имаме Бадмитос и Падот на Византија. Таа сцена, тоа е оној убавиот момент кој допринос од овдека кон сите оние тогашни центри речеме на рокеров моќ. И потоа доаѓа нели снимање. Доаѓа само после тоа, мене после се случи што ти само е еден галеал момент се случи да демата. речеме да ние Бадминтон стана толку култен бенд. Од типот на речеме го пуниме сали, не знам во што ја знам. Мис цела кај да свириме сам, знаеш на Има позитивен одзив да, тоа. арно ама нема за нас дискографските куќи некој слух. Значи, така. едноставно не можеме да добиеме договор за плоча. Не. Зашто? Како? Не знам, не. А мислам дека Бадминтон се продаеше многу, арно ама И тоа са како? не е ни важно, нешто, не мислам зборам како да остане некој запис од типот на грамофонска плоча. Јас секогаш сум бил опседнат со Александар Македонски, целата негова, знаеш, на филозофија и целото на негово начин на она што се случило со него, а тоа уште од Копин ми она ме фукна, зашто ме бев малечко ептен и имаше политикин забавник отвор. Да, така. И го Добро. гледам Александар на конј, знаеш, она вака, знаеш, она и имаше некој дури стрипче некој правел, он го имаше некој вика и надпис се сеќавам беше нашиот сонародник Александар Македонски кој што тргнал да го освои светот, дошол што ја знам и нели гордевиот јазол, знаеш, она вако како да го реши, никој не успел да го реши, он го вади мачот, го сече и нели тоа бил знак дека ќе го освои целиот свет. Така, така. Ја го читам ова, викам што е ова сега, знаеш, она многу е малечко, знаеш, она ептен. Така. Сакал или нечел, влегов у таа цела филозофија на тој еден човек од овие простори од Македонија кој што речеме тргнал надвор, знаеш, и направил нешто што е, знаеш, надвор сите речеме ако швајџаните го имаат викинзите, не знам овие, овој, оној. Така. За тоа ние го имаме тој дел од историјата кој што речеме по мене е цела мистика. За мене е мистика, цела таа личност околу него е мистика. И успеав речеме да го проучам целото на, знаеш, кај да најдов книга, речеме нешто, исчепкав. Сега денеска е превише речеме мејнстрим. Само да тоа речеме, ова без мене мисли, јас ова ти го зборам, ти го кажам 80 години. Јасно кога Нешто- изворите не биле толку лесни за доаѓање затоа до што нив. после има проблем со самото име, зашто да речеме, самото име представуваше дека, знаеш, може сум националиста, знаеш, имаат ме рачуна како нација, знаеш. Така, да. Не беше без еден, немаш да не влегуме глупости. Него сега ти кажам, Меѓутоа тоа има и промена и во звукот воопшто од Александар па, тоа сега ти Македонски кажам, како знаеш, доаѓа. Како што Бадминтон речеме си го доживеа оној нели почеток, најголем момент и своето на не паѓање, ама еден момент имаше Престанување на работа. парк, свириме на свиркава, лоша некоја атмосфера, Така? некои лоши луѓе имаше у публика, рипа на бина, нешто глупост се дешава некој, знаеш, бев многу разочаран до даска, знаеш, до даска сам работиш, фураш, све, знаеш Така. дека си добар, знаеш дека да функционира, ама не можеш последниот корак да го направиш, знаеш. Така. И знам само веќе доста пред Маџо, например на паркингот, тука со пулс опрема около внатре. И седам онака, буквално цела ноќ пресудав унатре, со не знам со кого правевме, со Деко мислам дека беше, ако се го сеќам што ја знам. Онака си правевме моите, викам слушај заедно, викам не свириме сега, некој веројатно чека да размислиме. Така, така. И буквално прекинавме со сега како концертна активност, не свиривме некои 4-5 месеца, знаеш. Контав што дале. Викам чекај, Александар Македонски ми звучи прво за тоа време супер мистично, знаеш она. Второ, мислев дека знаеш, убаво е знаеш да некако се поистоветам со не со неговата слава или било што, него како самиот мит за него, знаеш, на како личност воопшто. И целата музика која што вика би требало да биде поставена, сакам да ја дам малце поголема димензија, знаеш. А таа димензија прво решиме сменивме што се смениме со дека правиме овде, земе на Роланд. Тоа беше Да. најџц овако како Сайзер.
кој што му даде сега знаеш некој нов помодерен звук да речем. Не Така, знам така, што. така. Баја почна да свири бас гитара, Вера пееше вако пратечи вокали, Мелита влезе у целата Така. варијанта, знаеш. Одеднаш кога еден бенд од тројца станавме као она Ансамбл. ансамбл, балте Баш. И звукот се промени, Па апсолутно. звукот се промени, мада не веднаш. Да речеме, више бендот Имаше градација, Да, не? имаше една мала градација пред да се случува последното. Кај што речеме сме баш под ново име, ама во стара постава, некоја свирка во Дом омладине што ја знам Берот и беше таа фантастична свирка Лудница. Ептен после не се случи ликовна академија, кај што луѓе одлепија буквално. Така. И она осеќаш дека нешто ново се случи и дека нешто некоја како нешто, не знам, не може да го опишам тоа, знаеш. Знаеш кога осеќаш дека ова функционира. Така. Знаеш. И ова е времето кога треба да се експлоатира максимално. Да. свирење и одеднашка сега ја не се нудам, знаеш, не ни преговарам, а одеднашка добивам позив од РТБ, Така. знаеш, добивам од Југотон, Така. добивам од Југотис, добивам од Сузи. Буквално ние компанија што вчера им носе снимки, знаеш, Со Бадминтонс, не е ова за нас. Да, со Бадминтонс, Така. а знаеш што е смешно? Што да речеме претходно со Фол, бевме со Џони у Загреб и бевме у Сузи. Добре. Бевме у Југотон, бевме у Сузи. Така. И даш беше Грга, како се викаше тој. Го слушаат материјалот и вика, да дора ќе ви се јавиме, ќе видиме на помина комисија, вика, значи ни се јави, како Да, нема. Не помена дена ни се јави, од таму вика слушај, вика при мене се поминате на комисија, ви издаваме плоча. Ова се случи со Мездевета, сега ти кажам Така, така. попилјаци, знаеш. Така. Стана збор за хероја и ама него принцеса. снимивме тој албум, Ај. X причини, Џони не сакаше, што ја знам овона. Џони беше загонет на личност, не можеш да го ден денеска не можеш да го Добре. што е Добре. многу важно, нели? Не дека немавме шанси, дури и Сарацени доби, да речеме, позив за плоча. Така. Доби договор за плоча, имавме договор за плоча зборам. Значи, не, значи закажан термин за снимање. Така? Сакам да ти кажам. И сето денешка Бадминтонски имаш перфектен бенд, а нема шанса да добие договор за плоча. Така. Што Nacet is Down не. И сето денешка се случува сега па ново. Го правиш новиот бенд, почна да свириш по свирки, рејате сака, јаш дека се случува тотално една хаос околу тој бенд. Ерупција, да? Ерупција и одеднашка добиваш договор за плоча. И сега беше само моментот кога. И сега Југотон вика, па аво се дешава се февруар некаде Така. нешто. Јануар, февруар, така тој временски период. Април, така нешто. Добро. И овој од Југотон вика, па не знам тоа пред нова година ќе видиме ово, пред нова година. Сузи викаат па септември некаде тука Веќе се пролонгира. Вамо таму, Малку да. по малку. За Сузи не знам што беше мојотот, али само знам дека Југотон вика, тоа ние до мај вика на како бе до мај, април, сега викам сме Така. јануар, февруар, март, април, мај за 3 месеца. Тада вика готово сам подпиши. И Добро. она со две руки. Само подпиши. Нема што да И чекаш. малце не добро, закасни не искочи баш мај, искочи не 1, 2, 3 јуни некаде албумот, разбираш? Али сакам да кажам, се случи она што требаше да се случи, знаеш, она сепак во тоа време да снимиш албум. Очигледно Александар Македонски го има погоден и моментот. Да, Тоа и за што моментот- говоревме. И живот, пошто ја пробав да речеме секој пат да се зауздам сам себе малку, да се вратам назад и музиката малку да ја се даде едно малку да ја не таа не е лабава, речеме таа не е ништо по-лоша, речеме она што беше од Бадминтон. Не. Се уште ги Имаше- има ритмовите, да. мислам, не. Внатре си ги има текстови кои што речеме, само што речеме ја почнав да кокетирам со некои начини на размислување на кои што сами од себе се ограничуваат да не одам предалеку за да не бидат луѓе, да не нешто Така, таа е автоцензура, текстови се да. апстрактни, знаеш. И Јасно. малку се знаеш, вака споку пробам сами да ги чекам од се застаним од Добро, сами да ги свариш, па да, потоа. али како и да е, тој Александар пред всушност да ја снимиме плочата не се случи тој пех. Што речеме бутот беше во бендот, но меѓувреме работи и Низар, нели? И Така. се цепаа свој живот. Јасно. И они добија договор за плоча, али гора аз мислам дека се спука со тој дали беше му лупаше тогаш овој Зоки, како се каже Зоки Крива. Добро. Зоки Крива, па мислам дека они спука, али како беше, не знам кој беше тачно бубњар уствари. Не, Панта беше бе. Панта, беше Джамбас, бубњар, бе. Панта да. беше бе, Панта. да бе, Панта. Па знам дека со Панта нешто спука она и Бутов као Бутане малте не преку ноќ, разбираш? Мислам, не сум му замерил никаде, Добре. тоа е животот е така, што да правиш. Едноставно, буквално само беше онако, читам со мизерија ќе свирам. И сега добро не стане без бумњар, знаеш. Така. А пред почасти.
Буквално, знаеш. И он отиде со нив, направи уште една турнеја и го снимаа тој албум што го снимаа првиот. Бутил беше на тело. Така. Место Пантаме, Бутил беше Добро. беше бендот. Сам да кажам, ние го снимавме, требаше Зоки да влезе криво, уствари така, и нас требаше Зоки да дојде, така беше. И уште не знам кој па испод на Чавче да влезе. Со самата промени на бубњарот него смениме Зоко, зашто веќе дека се од него не барав она што го бара Бут, ја не сакав да го имитира него Бут, ме разбираш? Него он сега имаше тотално друг начин на свирење, значи неговиот начин на лупање на бубњеви. И тој се приспособувал Да. на бендот и бендот на Да, него, е, јасно, така, мора да има тука. Тој беше тој звук на сработката. Александар кој што ти сакаш, личеш. Ме разбираш? Так. Мада Александар си осигра својата оваа историска улога и првиот и вториот албум. Вториот албум е на бункер и ден денеска например. Тој никад не е издаден обично. Тој не два албума сниевме, не сум. Така, моето царство, нели... Не, тој е трет. Тој е третиот, Четврти усари, четврти. Уште еден има меѓу време. Добро. И тоа е мистеријата која што дополнително се врзува со Александар Македонски. Има снимки, се чуваат некаде, Да. закопани. И за некои подобри времења најверојатно ќе може да се случи прослуши. речеме ние кога снимавме вториот албум беше од Југодис, Арнама со Југодис ја Не излегува работите како што треба, најверојатно. Не, Јасно, важно, не сакам да јасно, наливам јасно. глупости, него диското на Сараево теше да го издаде албум. А диското на Сараево нели беше у Сараево, Сараево, ако не знаеш после го нападна и Не има некоја среќа, да. Нема шанс, тоа ти е веќе. Али тој албум мислам дека имаше хитчиња, него кој што може да направат нешто. Мислам дека некаде купил може да се најде евентуално. А после тоа па снимавме уште еден албум. И тоа кај Кокан го снимавме, мислам дека он може да поседува или не знам тачно, мислам дека би требало да поседува некоја копија од тој албум. Тоа е исто интересантно, само што више немаше оваа постава, него свирија буквално други луѓе. Беа некоја варијација, беше Харе свиреше, го што сеќам. Така? Свиреше овој од Супер Нова Бубњаров. За како се викаше тој? Мики свиреше. Добро. Бас, кој свиреше бас? Значи Лаки буквално мислам дека свиреше бас. сосема различна Да, постава. ама добра која што музика станала. направи, Така, направи така. добар, мислам дека имаше добри стварчиња таму. Мислам дека имаше добри стварчи. А после случи моето идење по Германија за Така. неколку години. Така да, моето царство дури после кога се вратив го направив тука и тоа со баш со постава оваа класична, нели. Стандард, тогаш се реобединија буквално буквално. сите За тој членови албум, за тој албум, за потребата него. И се оформува една друга формација, односно еден твој нов проект, Обструкција, која што баш во 90-тите звучи како за епохата за која што се твори. Односно баш го доловуваш тој дух со тие неколку композиции кои иако да и уште еден не снимен и необјавен материјал зад себе ќе ставиме на листата, да. Катастрофа. Да, ги имаш. Да, ги има од со тројкаше. Да, делумно имаме неколку композиции од тоа, да. Меѓутоа по тие бункери, по тие скривници, по тие тајни места се кријат некаде неиздадени демо снимки аналогни некаде зачувани, кои се надеваме дека ќе може некојаш и да ги дознаеме. Зошто па обструкција на крај на приказна? Обструкција после некако се случи оној период веќе да речеме кога да речеме самиот поим Александар Македонски например се враќа на големи врати кај нас во Македонија, што ја за мене е добро, јас добро е кога имаме култура за тој човек без разлика на било што, знаеш. Не сакам да навлегувам политички било која овако, затоа што не е тоа мое, не сум политичар, него сум музичар и филмаџија. Него мојот ми беше како личност, како она све околу што е поврзано околу него, почна да станува мејнстрим. Од која гледна точка мејнстрим? Речеме нели кога веќе почнаат нели да има нели улици, булевари, така. Речеме onda мислам дека дегутантно да имаш ти се и бенд се уште речеме кој што би се викал Александар Македонски и продолжи да живее, тоа што мада да ја имав тотално авторско право на користење на тоа име, и ден денес како би изгледал по тоа, зашто немам ништо против, не зашто ми се срамно било што. Него баш напротив, ми било окей, него почувствував дека може би е сега време да моето царство да биде како посебна приказка, кај што кажав што имав да кажам, речеме со тој бенд и со тоа што го правам. И да отворам една нова страница кај што би направил еден бенд кој што би бил како еден тип на отворен проект. Значи обструкција не е затворен проект, нити па е отворен проект, него проект е што речеме луѓе си доаѓава од различни профили, свират, доаѓаат луѓе, свират, ќоцери овој, ќоцери овој, тоа ќе се склопи у некоја си музика, она, знаеш, она, и кажу ќе можеш да работиш, ама не обременето од она што си имал претходно. Не мора да звучи како Бадметос, не мора да звучи како Александар, не мора да звучи Сарацени, не мора да звучи Фол. Значи не мора да звучи она што го работел претходно, него може да биде отворен проект кај што може што да ми прдне да направам, ме разбираш? Секој доаѓа и секој пред најскупа, знаеш она. Знаеш, тоа е најскупа, таа слобода е најскупа. Така да, обструкција е денеска не е затворен проект, тој си има
нешто, нели тој албум што се направи, што ја знам и онај со сите тие луѓе кои што влегува, Коки беше свиреше внатре, нешто Будеко, пак Тие се луѓето кои што циркулираат. Коки, овој како се каже од Крлео Деов, не знам, овој што отиде во Америка, како се Дојчинот, го знаеш. На бас нешто свири он нешто. Кој се не свиреше друг? Се не може да Така, значи огромна екипа е сепак, секој доаѓал и го дал својот придонес за да се искомбинира. Соло, ќе свири она, знаеш, она. Зашто нека знаеш да од секој ќе така мозаикот да се оформи, да. Знаеш, ќе си даде онако. Али отворен проект затоа што речеме, ако тие другите бендови биле поврзани со одредени личности, например, ти не можеш да мешаш со баби и жаби, знаеш. Зашто беше така да мислам дека обструкција си го направи она што требаше направи, а овој сегашен овој период, например, повеќе правам музика после обструкција. Не, обструкција си постои, сега да кажам, али не е затворен како проект, ама сега некако имам некоја си потреба, а пак доаѓаат луѓе свират овој. Со тоа што речеме, сега по најново не брат заради филмот, нели што имам. Така. Ствари сега не знам дали треба да бидат под обструкција, дали би под Картер, дали биде под КСП саундтрак. Сакам и како КСП нешто да биде нешто што ја знам. Така да под што и да е само издавај. Тоа е најдобрата девиза. Не, ма гледаш како трнува работа изгледа, ќе морам се да ги ставам на слободен даунлоад. Почестам раја, ајде гали. Важно да има да може да пуштиме и да слушнеме од така нешто. Да, тоа е најважното. Фидбекот да го имаш и да може да допре до слушателот, така? Нели тоа е инстанцата, да. Да не се работи за фиока, да се работи за слушателот. А додека сме кај слушателите, во продолжение на емисијата ќе слушнеме фамозната Одам на обструкција. Потоа ги слушаме Летво празно, композицијата на Александар Македонски и сите обични луѓе на Badmingtons. Одам имаш и видеозапис. Да, имаш и видеозапис, тоа го направи, да, и тој беше онака симпатично спот за тие време. Пази ова 90 и која година беше? 6-та, 7-та. Средината на 90-тите, да. Али да, интересантно беше, знаеш, тоа прв пат почна да експериментирам со некој таков начин на видео, знаеш. Пошто прави, сакам ја мултимедија, знаеш, мислам, тоа ми е како посебно она. Да, предпоставам дека Маклава си со работката сваат се доволно. После тој прави и пуснали со женета прави на 2 сата како беше тоа една представа. Една многу добра онака, пошто самата представа си играше напред, а позади идеше како што ја представат иде и видео, филм иде. Значи филм во представа и само значи еден мултимедијален колаж. Тоа беше многу добро, мислам колку овако. Одлично. Во продолжение на емисијата слушаме обструкција Александар Македонски Badmingtons. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, прва емисијата Данс Макабре, 244-то издание. Со мене во студиото е Владимир Петровски Картер. Со негово претходниот блог говоревме за музичката кариера и за сите тие згоди и незгоди, сцени кои што поминале и кои што доаѓаат, затоа што филмичи се тоа. Или како стрипче некој онака, некој онако. Се најам дека има некој добар, се најам дека има некој добар цртач од DC кој што го има средено сето тоа. Меѓутоа дај да поразговараме сето тоа што се случува во Картер филм. Кажи ми од кога ја доби таа желба за работење, за монтажирање воопшто и од кога што конкретно те пленеше да седнеш и да прераскажеш една нарација на твој начин? Знаеш, ти нешто или го имаш артот во себе или го имаш она, да речеме под наводници кажано као уметност или као било што речеме музичка уметност, филмска уметност, вака уметност, онака уметност, не е важно. Него и ти го имаш ја имам проблем, ја не знам да свирам туѓи песни. Значи, не знам да свирам туѓа песна. Ќе ободам малку, скама не знам, ја правам моја музика, ме разбираш? Не ради тоа што така него тоа е, не, како се вика, ретки се такви луѓе, кај што можеш ти да замислиш нешто, тоа пренесеш во музика и во текст, речеме, и тоа го споиш со бенд, и тоа да зазвучи како што треба да звучи, да биде песма што се вика оригинално. Така. Исто како што имаш луѓе кои што не може да свират оригинална музика, се само тезга. Феноменални тезгари. Инструменталист. Па тој во бендот е проблем, нешто во бендот ако нема композитор или човек што прави музика, например, тоа е проблем. Така. Исто тоа и со филмот. Филмот е всушност музика, само што е визуализирана музика. Истиот проблем го имаш. Ти се имаш визуализација во главата. Јас сцените ги гледам. Мене сцените ми се случуваат во глава. Ме разбираш? Така. Разбирам, ја гледам сцената, ми се случува действието комплет, другото е пишување. Ме разбираш? За тоа го слобиш. Сега треба да имаш и знаење, тоа да го реализираш, така? Треба да научиш за нето. Сега да кажам, ја од
од клинец, кога знам за себе, не знам зошто. Значи не знам зошто, верувам, ја текстови пишувам затоа што не знам, зимом ги пишувам и тоа само ти скача. А мислам како клинец ја тоа не знам дека тоа нешто посебно. Не радеш него. Ти текне ги пишам текстовите од песмите, пошто сите текстови од песмите од овие ствари што слушаме се мои текстови. И после обожавам да читам. Читам многу, речеме, не знам, од клинец имам така, речеме, прв пат кога открив на оваа Clockwork Orange, на пример, одлепна даската на мои милени книги. Да не знам за X други книги, на пример, кои што у тој период кога копил, кои што нешто ме фрлело у кома, нешто. Се кажам, сакам да читам, ама сакам и да пишувам. Исто ми се случува и со тоа, тогаш пишев и некој си како не разказчиња, значи сцена пишувам, а не знам зашто ја пишувам. Сега ти кажам на период од сакаш да ја извадиш од себе, многу јасно. Да, она ти доаѓа и ти ја запишувам, а зашто не знам. Не разбираш, а не е книга, не е расказ, значи некоја една сцена. Не разбираш. Некако напоредно сака ја или нечел музиката секогаш нели знаеш врзана со видео. Јасно. Така да и оние настапи речеме МТВ, не знам, речеме дојдеш ти викаат на снимање, она ти ја гледаш цела онако клинец 12-13 години, дојдеш ти ја гледаш целата атмосфера, кај што имаш камери, нели, па има режисер, па има ова, па има она. Со тоа ти дава некој си знаеш она имаш некои луѓе реагираат на еден начин. Сакам да бидам така, мене секогаш ми било техниката како манија, знаеш, самата техника, например, од клинец ќе ми купат играчка, например. Добро. Ја дека не отрнувам што му натре, например, тоа нема шанси. Се речем убија ставно, знаеш, најболи играчи ми губаат, ќе растурам целата. Така. Прв кастофон купија моите нешто тоа од солун со трчање нели, и текнем моно со кастофон. И го донесе дома и нема си го пипнала. Вечерта бабса си играјам чекаш што има натре. Да. Абе што има натре, бе, што има, што го требаш да му имаме? Хирург. Али сега ти кажам, цел живот имам проблемот тој со копчиња, со све што е техника, манија од тоа. Као жив организам вајда го третираш и... Да, и сакам ја да видам како е, што е, зошто е, знаеш, така да компјутерот има љубопитност. Баш на оној момент ја компјутери сами склапам, мислам буквално малтене, нели идам правам порачка што треба да дечки, оној малтене се составува тоа треба да се состави. Сега да кажам, таа манија за микс, за техника, за било што ја поседам и плюс имам тој плюсовен момент кај што да речеме среќа што се случи оваа дигитална револуција, па да речеме ти можеш како индепендент продусер или како индепендент филммейкер или овона да имаш некоја си иоле пристојна или добра техника со што можеш да го реализираш, она си го замислил, знаеш, да го снимеш како што треба, да го измонтираш како што треба и тоа да има нели интернационално сепак некои стандарди постојани, може да се играш, мислам. Многу јасно, не може се живо и да оставиш во едно место. Сега да кажем дека целото тој процес, целата еволуција, речеме, од она што го гледав тогаш, речеме, до ние најавни нечеме покан неколку филмови како клинец кои што се снимаат тогаш како ТВ филмови, ТВ новели или нечемо, и самото она моја нели реалноста која што знаеш дека не можеш да дојдеш во ситуација да снимаш и да правиш, додека не се случи нели Ато Станковски се тоа. Сакам да кажам, од секогаш било тоа мене, тоа е дел од она што тоа не го правам свесно. Дали ме не тоа. Речеме, јас сега дуте сакам да бидам режисер. Ја не сакам да бидам режисер, јас сум мултимедија артист, ме разбираш? Јас сакам све. Јас сакам да се изразам онамо кај што имам потреба да се изразам. Не разбираш? Мултимедија артист за мене, речеме, збориме, правам музика. Плюс во самиот процес мислам дека кажам и на почетокот кога ја не знам дали во етер или меѓу нас, ја кој си претмомет, ја го сакам целиот процес на правење филм. Значи, ја го учев целиот процес, ја овој занат го научив занатски, буквално со тутори приватни, со книги, со се што можеше да се најде како книга, запис или било што, како се прави, што се прави, ја поминав, читав, правев што литература, теоретски дел на страна. Зборам се за практичниот дел, зборам за оној дел кај што се вика работа. Така. Ти кога ќе доеш на сет, кога ќе макнеш кабели, кога ќе мислиш светло, кога ќе мислиш ова, кога ќе гледаш самата она што се случува на сет, кога ги упиваш, кога ги гледаш грешките, човек се учи со грешки, така че грешиш после да повториш, нели идеш напред и напред и напред со секоја. И гледаш кадарот како се оформува малку по малку, како се осветлува сценографијата, сето тоа гледаш како си иде парче по парче. Нели целото тоа, а мислам дека пресуден момент и да можеш да правиш воопшто игра на филм, да правиш документарец. Документарниот филм е ултимативен, поготово баш документарен филм. Не зборам за емисија, не зборам за нели за она што се вика документарец или она емисија што се прави телевизијска. Така. Него зборам баш за документарен филм, зборам. Така. Ако не поминеш 1 2 3 4 документарци, например, ти не можеш да навлезеш, можеш да направиш, секој може да направи филм. Тоа не е просто. И колку тој има квалитет, тоа е прашање. Така. Сакам да кажам, ја имав таа среќа да дојдеш до оној момент кај што речеме сега одеднаш кај например ми се случи имаше
ајде тоа што правиш почиња, ајде Ацо Станковски, Жанета што го прави Така. студијата, речеме дори ја не учествував во снимањето, морате да снимаат дечките, али бев ја дел од екипата. Него сакам да кажам дека имав таа среќа, например се случи еден фестивал телевизиски, имаше дојдов таа една работа кај што може буквално да го снимам целиот фестивал и да го срочам во еден филм од трајање 40 на минути, ме разбираш? Али со држани раце. Тоа е многу важно, значи претходно имаш цела ја работа, ама имаш нели стално со некого си, а вака Да, ти имаш сега, рестрикција, да. Знаеш, сам. 4 години поред го правев тоа, знаеш, и тоа ти дава некој плюс, знаеш, од она што го учиш животот, знаеш. Многу е важно да го учиш животот, а не е исто да ќе се скочиш со камера да снимаш онака, заради да снимаш, а други кој имаш професионална обврска. Затоа што ти не смеш да Имаш заедеш одговорност, тука. да, да, да. Тоа треба да го видат сега професионалци, зборам за луѓе кои што се филмаџи. Така. Тоа е трилски филмски фестивал. Кај што тука се режисери и праша ние, нели Така. камермани ово, не се коча лажеш. Или си добар, не си добар кој те разбираш? Нема да пројде онака. Она нема македонското да промине, као колку да се направи. Колку да се направи. Не. Така да тука нема. Таа среќа, па она целата моја игра со Кирурдин, да речеме, и со неговите филмови со Така. Со Иван Митевски имаш Со Иван соработувано, Митевски. со Јане Алтипармаков Јане конкретно Алтипармаков, последно да. соработуваш, значи Па не, X режисери, речеме од тогаш до навака, речеме долга листата на сите режисери, Така, кои што така. речеме 9, кои се не кажам до Изи до Са не нешто на Јасно. Метов, али луѓе од страна што кои што и гледале, работиш што- конкретно како што кажеш не само документаристика, туку имаш играни филмови, анимирани, Да, да, кратки да. филмови. Да, али само многу беше важно ова да направам. Само ти кажам, самиот занато, типот да речеме, ти ке ме не се плашам од една фаза или еден момент од правењето филмот. Ја го обожавам пишувањето на сценарио, го обожавам да речеме или кога ќе поминуваме со екипа сценариото или кога го поминуваме да речеме она што речеме ќе донесе режисер или било кој продуцент. Че каже го имаме ова, ево готово Так. сценарио. Пример, ова треба да се реализира. Или да речеме кога ќе треба да се оформи тоа, кога ќе треба да се реализира. Чи тој процес го сакам. Го сакам процесот кога Предпродукција, правиш локации и предпродукција, барање. бркање локации, Така. нели, што треба како што ќе биде, како ќе биде, ако имаме актери, кои актери ќе бидат, ако е за Така, нели, кастинг, за луѓе јасно. кои што ќе бидат, знаеш. Целиот тој процес, подготовката додека се дојде до реализација на филм, тој момент има посебен шмек, посебна убавина, знаеш. Така. Ја го обожавам. Додека трае самото снимање, значи, ја може би во оден проект сум само камерман на пример. Така. Воопшто нема да бидам камерман, може да бидам само на светло или да бидам на било што. Нема проблем со тоа, ме сакаш, не. Така, нема така. Титула на типот, јас сум овако и кове луѓе, а тоа не. Да, не, ова е моја работа, друго Нема врска, не ме ја интересира. Да, нема врска дока сум, кај мене тоа не е проблем, разбираш? Така, Можам така. тон да снимам, не е важно, што да е, разбираш? Да. Го Тука обожавам сум му помагаш на тимот да ја оствари победата. Сакам да кажам дека што има потреба или било што да се случува во текот на речеме на снимањето или која фаза да и што да е, ако сум ја инволвиран натре, да речеме јас можам да си ја работам секоја од тие работи и уживам во тоа, не ми е тоа мене проблем, не разбираш, Јасно. него немам како проблем. Него сакам да кажам на тој начин си го ја учев онаа секоја фаза на правење на речеме кој што речеме како музика, нели, да го собереш бедно, да го изобреш она што го Така. правиш, да направиш писмото, ти исто со филмот треба речеме да собереш се тоа. Само што работи со Значи, поголема екипа, Да. за разлика од четворицата Апсолутно, музичари во гаража. апсолутно. Туку имаш луѓе кои што луѓе од кои што ти зависи цело тоа. Да. многу инструменти треба да знаат добро да ги свират за да може на крај симфонијата да звучи Баш, како што баш, треба, како баш. помачкано. А во Мојата ти беше само да не ми ти мислата. Ми беше кога ќе го научиш секој дел од работата, па да речеме до оној дел кој ќе почне дојдеш на монтажа, па Так, дојдеш постпродукција, па да. до финале, до сето тоа сака деноношно, нели, поминување литература, учење нови камери, нови технологии, нови начини, нови програми, така. Знаеш, па нешто и самата монтажа не се учи за еден ден, ништо не се учи за еден ден, ти Апсолутно. требаат години да го Така, запасуваш, така, да ти биде како она, јас се кој искачам ја на снимање, ако немам оној проблем например со камерата са како да го снимам. Акцијата иде, јас снимам акцијата, знаеш. Так. Тука е најголема помош ти е документарниот филм, поготово кога работиш со нешто што се вика неповторливо. Так. Речеме, ако снимаш филм за животни, например. Така. Пуно такви филми снимено. Така. Животни се тука и сега. И акцијата е тука и сега. Таа акција, ако ти не ја видиш и не ја усликаш во моментот, таа ќе заврши. После 3 секунди не постои. Не разбираш? Јасно е. Таа беше типично со Киро, например, Да, и неговите африкански нели екскурзии, да. Баш со нас со джипот и нешка. Гледаме на мало мајмонче таму искача кон бабунче некој овора.
Му вика, чекай бе малце, абе ќе гледаш дека нема ништо не заебај. Не, чекај. Чекај цена. И се дешка бабунчево искача малечко, по него дојде уште една, па искача друго, дојде со 200 бабуна, знаеш. Да. Околу нас, буквално не окружија, испосликаме. Така. И за 15 минути ги снема. Сакам ти кажам, Ако си продолжевте, да продолжиме немаше. А таа е една од критични сцени например после филмот, исто дека што имаме таа психоделичниот дел од филмот например, стравот од нели од ужасот кој што се случува нели за убивање, јас сум јадам месо, јас сум месождар, нареш, али мрзам кога луѓе убиваат диви животни и она екологија која се ништо, тоа ми е, знаеш, сакаш надо се случи, се треба другите животни да имаш индустријска месо, немаш потреба да јадеш диви животни, така да остигне. Да, нема потреба убивање од забава, да. Па да, нек се живеат, гледај ги, ту живеево нив. Така, гледај филмови на Киро Урдин кои што се снимени за нив. Баш така. Поголема сатисфакција, верувам. Сега ти кажам, целата таа магија и целото тоа што се случува, целата таа убавина и раскош на оние на заебанција, ја не ја гледам како баш буквално едно како работа, од една страна, од друга страна е нужно нешто. Дали може да се објасниш сам себе? Тоа кажам, не можам да како ти кажам, да објаснам уствари која е таа потреба да морам да сега да идам ко будала да кинам по цели ноќи или нечем да снимам, да монтирам, да се ова, да се она, знаеш она, со толкав ентузијазам, како што ги имав кога имав 13 години, 14, а дури сега сум уште поголем ентузијаста него тогаш, ме разбираш? Затоа што сега знаеш како точно треба да се направи. Ги имаш средствата и моќта да сосредиш проектот како што треба и затоа сега уште поголем е ентузијазамот затоа што на крајот на денот имаш готово дело. Нели? Да, сега така не можам да објаснам како, зошто, например, значи не можеш да објасниш, имам потреба да го правам тоа, сакам да го правам и го правам тоа. И да речем, добре, претпоставувам дека сум способен и животот да работам и други работи, што работам било што, мислам дека не би било никаков проблем, знаеш. Зошто баш ова, да речеме, тоа под наводници, нели, како да го кажам, проклетство е глуп збор, например, речеме, али зошто баш тебе така, баш мене, кај Да, не, барем соседот некој, нека ме начекаше некој друг, да. Него, знаеш, да бидеш тако, речеме, плачеш, кукаш, паѓаш у кома, нели, од она, се до што се случува дека траат тие, нели, моменти на, речеме, на премногу работа, премногу паѓање. За да речеме, зашто луѓето не знаат што се све случува, да речеме, за да направиш 2 сата игран филм или да направиш документарец кој што има значење, многу работа позади, многу е поврзано за да дојде до тоа. И треба нормално, кој што реков и преска, фурни леп да изедеш. Народски кажано. Си бара километри во професијата. И да си осакаш тоа што го правиш, не е важно. Него боревме целото тоа. Како еден чест музички соработник за твоите филмски потвати ти е Венко Серафимов. Работиш со него доста. Венко е другачи од клинци, од копијаци, мислам, оние дечко кој што да речеме не знам израснав во градот, знаеш, не слична генерација сме. Мислам дека имам постар години или така нешто, не знам точно. Ама оние исто фацат графон цел живот си фура тој негов филм, знаеш, и ми се свија што е таков ентузијаст да денеска кој што речеме сега нормално требам да живеам, тоа живее, не разбираш ово, ама го има во себе тој она да биде, да работи, да го прави тоа како реален избор за живот. Така. Да ја најде секоја музика за потребниот филм. Да, он е човек кој што на овој или на начин си го прави тоа што го прави. Речеме, ама дел е од екипата кој што се вика, речеме, оние филмови на Киро Урдин, дека што неговата музика се нека прекрасно лепи, дека тоа одговара одлично. И мислам дека тоа он феноменално го прави. Он е од подобрите филмски, не зборам за забавна музика, речеме, он има различни жарови. Јасно, меѓутоа наменската музика за филм и тоа како е наменската музика за филм, да речеме, му е нешто кое што речеме го има тоа у себе како ген, за оние филми, речеме, кои што изборам за кои што има соработувано. А имаш работено имаш соработено видеозаписи за голем број на бендови, значи Мурал, Могер, Фугер, Водолија, Рок Агресори, значи рок-н-рол сцената и тоа како ја имаш покриено. И говоревме за тоа. Колку можам и така. Говоревме дека е и тоа како потребно да остане некако видеозапис на сето тоа што се творело со овие бендови, меѓутоа и соработките секако со Александар да ги напоменеме, односно со Ацо Станковски, за конкретно за Маклава си, за танцот со шаманите, нели тоа. Тој негов супер, тој ми се свиѓа многу, тој интересантен беше филмиста што го правиме со Ацо. Тој беше таква една убава игра, нешто, он го правеше реконструкција на Скопје, некој си таму во време на турско време, што ја знам, со Султанот, со она, Вала Галевски игра Султанот.
Ја бев таму Јаничар, онако баш на челом. Добро. Во поход. Килиу. Не. Пошто му сгрешил на султанот, на пашата, градскиот паша се извинам. Не на султанот, него на градскиот паша. Соодветна реконструкција. Така. И нешто он направил, само знам дека сцената беше он као нешто со од харемот на му чачкало женските и него начекувам, ја го начекувам, вуко беше многу во сцената, нешто он кили нешто па ја го грабнам онака со пушка разбра. Полн ефект. Бам. Браво. Али не знам, мислам дека се снима, мислам дека на монтажа него измонтира баш не. Штета. Сцена беше. Штета, треба да се чуваат тие извадените лови. Може негде имаат, може стоат уште тие материјали некаде, може некој ќе се. Ајде во некое Не знам. Blu-ray или DVD издание, да чекаме тоа. Беше убава игра беше тоа. Ми се сигаше целата атмосфера на снимањето што ја знам. Боде и одлична екипа ете сте Да, ја бев собрани. на снимањето, ама нема после никаква, значи постпродукција не учествував, така да. Меѓутоа И додека може учествува се душа, не сеќавам како беше сега. Не монтажа, не на овако. Дали со не бе ни со музика воопшто. Не, они си го правеа посолото, да, има други работи. Така, добро. Меѓутоа Али кога многу сме добар проект. кај добра екипа, каде се парите, твојот долгометражен филм, и тоа како има доста весела и разиграна екипа која што буквално ја оживеа тие актери во овој филм и го доловија тој македонски грайндхаус како што го нарекуваме или како што го потенцираше филмови кои би требало во 70-ти да се снимаат. Меѓутоа дали ете во недослух со времето или во недостатокот како што викаш со технологија, останале да бидат неснимени, меѓутоа дури од самиот фонд на почетокот на филмот, дури од сурф рок темата и од така убавиот и летен ден со забавата на самиот базен, најавуваш експлоатационална кинематографија, односно ги најавуваш тој сенсот на 70-тите и лабавоста која што ја имаат тие филмови. Мада во денешно време. Мада, ситуирам во денешно време со таа потреба да се има, ајде да речеме, по најкраток можен пат да се има добивка, онака нормално играјќи ги сите карти на предаство и потребата да се најде вистинскиот пријател. Буквално се живо и диво, од бајкери, од лихвари, од проституција, од садомазохизам, рок-н-рол, коцкање, се има. Фини дечки. Да, апсолутно. Девојчиња од фамилија, немој да не мешаме се. Да. Ништо Се си има унатре, ништо не е исполнено. Да, и ништо не е случајно во Ништо не е случајно. овој филм. Начално самиот филм се базира на не вистинска приказна, Така? него на вистински приказни, затоа што секоја приказна која што во филмов е приказна која што била се случила во градов. Значи, Винјети. да, буквално, пример што кога беше Муаведа Зова, например, типичен пример ти е овој како се вика оној дечко, оној режисер че се плетка нешто, тој еден бел човек како се викаш. На Русјаков? Русјаков, Русјаков. И му кажам на Русјаков, знаеш, ја чека ти кажам, викаме што е што, абе се задушуваат со пари за главата. Како ве, ја ќе ти кажам се, ја станот ово. Добро. Сите се имаат приказка, кој кај заглавил, не разбираш? Така. Таа е основната приказка, знаеш. Нема кој нешто заглавил кај лихва, да речеме, или кој не заглавил кај него. Зборам до речеме, јас си да знаем приказката на Игор Џамбазов, ти ја знаеме приказката на Икс, па дури на Владко и како се Илиевски, он Так. не е случајно во филмот зашто он го имал тоа поминато во реалниот живот, затоа и си ја добил улогата. Така, добро одглумено од страна на Владче во секој случај. Ја имам една работа, па да, добро, он одлично се ја изработи, Владко одлично ја да игра улогата. Него мојот беше што ја викам, имам една филозофија во град, викам, земи паталес, не гаталес, знаеш. Не сакам некој да глуми некого, знаеш, не сакам ти во театар, да, ти можеш театрално да го глумиш тоа од X причини или не, важно не сакам да влегам, тоа е друга професија. Јасно, школа. Зборам за филм сега, филм и филмската игра. Филмската игра по мене, ти треба да бидеш ликот. Значи, или си ликот, ја ти верувам кога те гледам, ако почнеш да ми глумиш, onda веќе не ти верувам. Не разбираш, тоа е онда филмот више готово, паѓа тоа не. Да, губи убедителност од една страна. Штом ти кога гледаш дека он почне да ги рецитира зборовите. А пази, сите они имаат во цел филм сите имаат тој текст. Значи, тие по текст. Значи, текстот беше напишан, си беше добен. И овако од скачањата се дозволата да речеме да он може да си го интерпретира како сака, да речеме, или да може да ги каже оние зборови кои што не му се негов својствени, например. Не може да ги каже, например, речеме, ја можам да кажам, абе баце ова. Дук не може да го каже тоа. Да, и може би не му одговара. Да, речеме на самиот шеф, например, главниот што е дечко, например, кој што игра главниот Мики, например, на главата имаше еден проблем. Кога снимавме последната сцена, он тоа ќе каже Банка праш, значи кој ќе каже Иво
наш Иво, нели, кој ќе каже банка прашта, ја не праштам, на пример, или банка не прашта, ја праштам, Добре. држи, знаеш, ама овој банка прашта, не прашта, никој не му држи, знаеш. Така. И испадна дека фактички тоа беше текстот, знаеш. Побово беше кај него, банка не простува, јас простувам. Знаеш, многу му делува, знаеш, тоа му е свесено така да го каже, Так. тоа изгледа добро. И оставивме таа варијанта, ме разбираш? Само ти кажам, такви моменти имаме полно во филмот. Верувам во кога луѓево ќе се олабават до толку, кога веќе не глумат, него они се ликот. Например, тој го имав едно откритие феноменално по мене, тој дечкото, освен главниот лик Никола и оваа девојката што е оне феноменално откритие. Тука ментално не беше некаде на Малтек, за кај беше. Ането, Ана, Деа е одлично од откровение, например, феноменално се одигра улогата, Теодора како вако Ико и целата таа екипа. И имаш еден доаѓен, Шишков. Со неговото така да жал. го потенцирам, да. Последно. Жал за него што јас со него правам друга, ама се животов е зебан играч. Моето не беше овакво сите они чекај, ми отиде мислата. Секој има свој придонес Не и само за придонес, не само за придонес, него он е Својствено. кога ти ќе му дадеш текстот. Да, тоа сакам да кажам, за овој дечко Даниел. Така. Даниел доаѓа, го наоѓам буквално, Шишко имаше сцени во МНТ, се отвараше тогаш и он мораше да иде на проби. така. И буквално се они на проби и не можеме да имаше некои сцени кои што беа закажани, мора да се одиграат она. Добро, викам нема проблем. Ќе снимаме Оваа друго. сцена ќе ми треба може друг дик ја ставам што јас Добро. додам, ќе и буквално го наоѓам човеков, правам обед, го гледам дека у него има нешто, знаеш, викам ова е, викам тоа е тоа. Не знам зошто, ама некој инстинкт ти каже дека ќе биде добар. Доаѓа на сет, буквално му сеам 11, му викам баце доаѓа на сет си. Така. Јај, бога кога бе вика 12, па колку е се 11? Ај, Чекаме. Не, чекај, ајде. И овој доаѓа буквално и каде што направам сега, викам еве ти текст. И му дам 4 страни текста. Го зима, го врти, вика, кажам, ти не си нормален, вика. Блед као Ја во кој живот дека немам научено дека во школа цел живот, вика. Сега тебе ти го научам ти да цитирам ова. За 15 минути овака. Вика, не, да, вика, мацена брзина. Ајде. Вика, Ќе нема осклепиш. шанса, не заебај, вика. Нема шанса, вика. Викам, нема шанса, вика, кај вика, не на стрикотвора, вика, не поптам од друга. А не пак 4 страници текст. 4 страни Добро, текст. добро. Не бе, викам, брат, не треба да ми ги речеш 4 страни текст. Види го текстот, прочитай го од прилика што мислиш, али влези внатре, стави се дека тоа тебе ти се случува. Така. Дека тоа не е му се случува некој друг, ти треба да го интерпретираш, него ти си ликот. Тој, да. Што прави ликот? Тргнуе, другар му вика, што направивте вчера? Бев кај тој пациентот, го гледам, мртов пијан, разбираш, удуќен му и дека овако и вика го гледам, таму вика баце, вака ќе правиме муа бедна, тарарабара, кратко ја раскажуваме приказката, знаеш, па викам, значи, треба ти сега да му опишеш со твои зборови тоа што го гледаш тука што е на како текст, значи Така, овој текст, така. интерпретирај го на начин што тоа што ти си тој, ти го гледаш ова и само го раскажуваш него. Па вика тоа е лесно. И го гледам, викам, овој руден талент и го ненормален обич. Добро. Мине текстот, човече, 10 пати ми повтара сцена, 10 дублови правам, човече, 10 дубли исто ми го повтара обич. Го гледаш, ака не се верува обич. Добро и имаш проблем од кој да го ставиш, но не пошто се добри, да. да. Кажам, кога некој има талент, кога ќе можете скапираш што сакаш да му Така. кажеш, кога тоа он го прави, а потоа си го прави толку спонтано, баш го прашав, добро бе ти, викам се како викам ти сценава, например, речем имаше девојки, например, некоја таа поготоа, например, девојка, цело време у камера ти гледа, а викам, ало, не гледај таму, што ме гледаш, што ќе видиш, гледај таму да ти... Не постојам Не муабетот, кажам, не е така. важно. Не, се фркам, карикирам. Јасно. Него сега ти кажам, викам, добро ти што правиш кога овако, викам, како го играш вака? Абе, како ти викаш, што знам, вика, ти како што ми каже, вика, сега си влегам во филм, викам, таму сум, вика. Јас сум си тој, вика, и баш ми е гајле, вика. И се гледаме што го направам тоа, баш ми е гајле, вика, ти снимаш дали не. Биш не ме интересира, губаво ми е чај, вика, се уживам, вика, во самата сцена, вика, си влегам у тоа што го правам, вика, толку ми убаво немаш представа. Одлично. Се го Има гледаш, ти разбрано. се го сваѓаш? Така, така. Слушаш што го каже, за тоа да го гледаш да го стикаш на најболи може начин да го ставиш на тоа. Сега да кажам дека со грото од екипата го имав тој однос, го имаше тоа и тоа успеавме да го успеа да се сложи во она што се вика, да речеме тој филм каде се парите, кај што
по мене рече можеби круна на овие 20 години работа. Сега имаш 4-5 сценарии на кои што чека да бидат снимени, разбираш? Сите ги има режисери тоа. Па колку го има, не знам, ја мислам напишани, зборам за филмски сценарија со текст, со све, за тоа зборам. Не е за да Само чекат подобри времења, очигледно. Нема што да чекат, ја еве да завршам со овој, морам да бркам понатаму, сега ако ме запре нешто, не знам шо, ме разбираш? Ама зборам за ќе совладаш така. Да, не зборам да сакам да кажам дека убава круна на сите овие години работа, музика, се она. Мислам дека се истори во овој филм колку можеше нели направи да остане. Сакав да зачувам дел. Тоа беше цело многу сега ми текна, да. Сите приказки кои што се внатре се дел од реалниот живот кој што мене ми се имаат случајно во животот. Или кои што на моите пријатели, да речем, им се случили и кои што ги знаат. Тргни од таа приказка кај што не должат пари задржуваат, кој не задржува кај нас кај некого. Јасно. Кој на ниско ниво, кој на високо ниво. До љубовна караница, до оние сите таму сцени кои што се во клубот, речеме, во нашиот случај во доле во балет. Или другите сцени. Мене многу ми се допадна паралелата помеѓу женските ликови и мачките ликови со депилацијата и бодибилдингот. Онака, од една страна, како сите се обседнати со своите тела и убава паралела правиш меѓу тоа. Тоа многу ми се допадна. Женскиот момент и мачкиот момент. Да, важно е како изгледа, да. Секој оговара, да, во двете сцени, ама важно е како изгледа. Тоа е. Еле доровеше на крај која нели заробена Ана. И нели ова, како се каже, нели ова проститутка, мислам, овако, нели дојде каже дека там ти ги се спасиш, ја нели? Да, јас. Што работиш дека она нема никого да кажам. Да, сигурно. Ние не гледаме од другата страна, на Тоа и друга и одма шо ова девојчо. Така. Секунда одма веќе. Македонска работа, знаеш како ти? Така не оговараш чек после грб, нема шмек, нема. Да. Тоа е силината на македонците. Значи фаца си најболи, одма после грб, после знаеш. Да, 5 минути подоцна онака на кафе веќе е друг муабет, така. Мислам дека ги имаме фатено сите ликови, сите приказни, од оние да речеме кои што се дужи не може да радат до реалниот живот, она. Види, знаеш, наивноста, Скопје си има свои правила на размислување, знаеш, на живење. Ти мораш ти да ги почитуваш тие правила и не смееш да само наивните, нели, веруваат дека може да речеме ти пари да направиш преку ноќ онака. Да, пократкиот пат, да. Дека пократкиот пат може да бъде. Не е така нешто. Се треба да се исплати, се треба да се измучи, се треба да се. Не разбираш? И тоа е убавата полука дека Одека сакав да ја кажам, пошто пази, не еден се лизнал кај нас. Јасно. Не еден Скопје. Гледа овој со кафичо, види која гужва дојде у петок навечер. Кафичо кај тебе поколни, разбираш? Сега вика, вечер 2000 евра има направено. Пута 30 дена 60.000 евра. Абе 30.000 кај ме тешко, 30.000 евра ќе ставам у џеб. Да, сигурно. Секој ден е Великден. Да, дефинитивно. Иде у понеделник живо пиле, кафана, рика, вела, дужиш пари, да се срамиш како се викаш, разбираш? Да. Сакам ти кажам, не е све што лета од прва, знаеш, она сакам ти кажам дека секоја работа си има своја тежина. Јасно. Мораш да ја научиш, да ја испечеш за да можеш да работиш правилно како што треба и да успееш да балансираш помеѓу она што вика загуба, банкрот и она што вика успешен нели бизнис или работа или било што. Така и бара истрајност во секој случај. Тоа си таа паралела која ќе успееш да го избалансираш, онда имаш начин како да преживееш понатако животот, барем шанса да го оствариш она што го замислил, нешто е многу важно. Сите тие делови се стајања во филмов и мислам дека е круна на она што баш пред го зборевме да го зачувам барем менталитетот на овој град, знаеш, менталитетот на Скопје како ние, како луѓе, какви сме, што сме, знаеш, ама да ги има сите профилирани луѓе, знаеш. И сакав да има убави девојки, например, девојки кои што пошто градот фришти од добри женски, знаеш, да бидеме реални. Скопје има најубави жени може до свет. Не рече, ја ги обожавам скопските женски, разбираш? Да, ништо против изјавата, ја поддржувам со две раце. И мислам и да не ги ставиш во филм, мислам тоа е било сакрилиш, би било буквално мислам, така. Да, неупотребен потенцијал. Така. Така, девојките мислам се стварно има баш толку се мислам куклиња се душички, мислам ги обожавам сите од прва до последна и најважно све што сите си ме издржава како човек прво. Мада не сум напорен до толку, ама знаеш она што беше зацртано како идеја, например ти сега пак треба му кажеш на човек да одигра нешто што нечем нема е својствено, така? А он треба да го одигра тоа на сет, сега пак он е актер, мислам, он е филмски актер, тоа приватен живот, он приватно тоа не го прави, че го прави, не е важно. Он треба тој лик да го одигра, така. Така. Што сите го успеа да ме разберат, нешто и начин да го да разберат и да ми го одиграат тоа пред камера, да ми го дадат како актерска игра.
Знаеш, како актерска игра кој ќе го добиеш тоа и кога имаш таа шанса да го измонтираш, а да биде на што може по реален начин кажано, знаеш, пошто пази, знаеш, реалните, обичните луѓе на кога гледаат нешто, не викаат, тоа така е, ми разбираш, филмот е сам. Можеш да ги уведеш, да. Да. И така. Зашто колку е по-реален филмот и реалната играта на луѓето кои што ти го даваат, толку е филмот подобар, нели? По мене бара. Добро. Филмот овој допора почне да живее, он уште не е завршен. Така, значи заврши само проекциите кои што ги имаше во таа директорска верзија што сега верзија, можевме да видиме. Огромна дилема, например, која се вишем се заврши таа, се заокружи првиот процес, речеме направи на треба. Тоа е тоа, филмот така би требало да изгледа, иако некои сцени беа исфрлени. Имав проблем. Сега филмот 2:50 и нешто. А габаритно е така. Да, габаритно е. А и викам, морам прво да го истестирам, морам да го изгледам и прво крај на денот викам шо, чекај, викам нешто е многу важно. Пази, денеска филмите се пуштаат од DCP. Више Така, така. Пуштање филмови. Нема налог, јасно. Знаеш, се тоа нова технологија која што не е пробана. Многу ова се помеѓу први филмови што воопшто се стават на DCP. Така. Кај нас до сега беа на филмска лента, во задни време не знам, последниве години 2-3 филми веќе се ставаат. Се става, и да. дали се ставени или прашање. Предпоставувам, нели? Да. И меѓу првите филмови кои што веќе се ставаат на DCP и идат дигитално на проекција од DCP проектор. Процесот нели треба да го пробаш. Така. Од една страна, од друга страна сакам да го видам филмот во киносала и тоа со луѓе и сакам да ги видам реакциите на луѓето, на кој момент ќе реагираат, кај ќе реагираат, на која сцена, знаеш, она. За да успеам ја некој да добиам визита што всушност би требало да променам и што да искочи, што да не. Покотоа што има уште еден друг хендикеп, например. Овој филм е на македонски. Така. Во киносала, бидејќи македонците пушат многу цигари, не може да се 3 сата, па мора да пушат цигари, не е проблем, разбираш? Па и за други активности, да. За други активности. Што пожелно е да не се прават за време на филмот. Ако филмот си ја гледаш дома, например, и ако имаш добро пауза, добар звук, например, добро звучење, имаш добро, не е важно, може да имаш проектор или добар наобичен LCD или плазма телевизор, не е важно. А потребно е добро звучење затоа што имаш добар саундтрек. Да, заради саундтрекот, нели, многу е важно, пошто многу е важно самиот звуци како се правени и се тоа све, пази, нема една празна точка која што нема значење некако во филмот, вери ми. Све е измешано. Так. До музиката, значи до зашто е таа музика таму, зашто е тој звук таму ставен, зашто е таа реакција, зашто е моето тука, што тој мојот после се објаснува. X мали има други додатни работи кои што прво не можеш да ги видиш. Нема шанса. Можеш да гледаш 3-4-5 пати минимум филмот да ги откриеш сите оние позадински работи и приказки кои се напорно се раскажат, пошто тој самиот филм имаш 3-4 имаш моментот, нели, едната приказка е овие пари што тучат, другата приказка е љубовта помеѓу овие двајца. Самите односи на ментално ниво или на она како се вика на социјална интеракција помеѓу нас и Скопје, какви правила има Скопје на живот, нели? Тоа е натеставено. Тоа е целата таа игра, например, на Од друга страна заробувачите како функционира таа заедница. Тоа што речеме и тоа е реконструкција на ти гледаш дека цело време они у самите муавети што ги кажуваат, тоа е реконструкција на реални муавети, тоа не измислуваме ништо таму. Така. Сакам да кажам. Мереш, филмот се базира на сите тие работи кои што викам пак се ископани од реалниот живот и се ставени внатре. Така тој и самите садомазо сцени овона и сите тие други сцени мислам тоа е реално за тие во енглеска тоа секогаш го имаш, мислам имаш и цел свет, па и кај нас. Тоа е цивилизација од памти века овдека биле римјани, биле ме разбираш што? Се поминало, се живо и диво тука, да. Дека кој се не поминал, војсководеци, војски и народи, народности, ме разбираш? Оставиле се по нешто свое. И се по некоја трага, ме разбираш? Да, одлично доловено барем во тоа време. Одлично доловена езотерија во контекст на еротските сцени кои што Билјана и Црнавачка може да ги одгубат. Нели, ама кажи колку убаво, сцената ја обожавам, човече. Ми жал беше што морав да ја кратам, остај се, човече. Така, ајде уште, штета, ништо. Ајде некое друго издание ќе дочекаме, некое физичко издание од 8 часа од филмот може би. Дај Боже да се случи нешто поважно у скоро време со овој филм, да речеме и така. Значи планирано е поскратена верзија да иде по филмски фестивал. Да, тоа беше моето што зборам заради хендикепот на самиот филм бидејќи е македонски. Ние дека си ги капираме за еванците, ги капираме ние она што го правиме, ама тешко е да човек те разбере надвор, пошто збориш со македонски сленг. Што инсистирав и на скопски сленг, знаеш, не инсистирав на Пажи, по мене богатство е сленгот. Значи, кој филм ќе има кумановски акцент или струмички или кумановски или битолски, така, тоа се, знаеш, охридски, тетовски. Тоа се богатство, тоа е богатство кој што мора да се зачува. Така. Во литературна збориш, да, во официјална комуникација не треба зборуваме литературно. Дури ова јадрик кој што зборим со искршен
јазик малце не е правилно, али добро, ајде си дајме некој си своја слобода, така? Апсолутно. Али реално речем, јас сакам да го зачувам оној сленг и начин на кој што речем, пошто јазикот е жива материја, тој еволуира и се менува, така? Да. И од еден говор и начин размислување после некој време Се испара него нема. развива сосема Да. друг ако не се архивира. Да, сакав да го архивирам, да го зачувам во филмот така како што е, како што ние го потребуваме секој ден во реалниот живот. Дури на многу луѓе тоа им е чудно, знаеш, викаат што ова филм не бе како збора тој. Така може да Дека ослуша дека тоа е намерно зашто сме. Ама толку е природно што ми викаат чекаме како како во звук на улица ми збори исто, ме разбираш. Дури не е искривено, пошто нели кога се карикира кај нас, кога се карикира скопскиот сленг и скопскиот говор, онда се удара на л, се удара на такви некои квази нели македонски збори кои што ние го реално живот вистина не ги потребуваме, ани сакаат да бидат дел од реалниот живот, што ја мислам тоа не, него баш буквално оној начин на кој што реално Така, најсурово, Мојот беше тој јазик да го преведеш ти сега на англиски и да му даеш значење е огромен проблем. Да, јасно ќе изгуби на својата содржина, јасно, ама Да, што ти он едно кажува, ти ќе го преведеш тоа на литература на англиски или да речем на колку е можно на сленг на англиски. Колку сам кој успее да ги човекот кој ќе успее да го гледа тој филм да ги преципира тие моменти за да го скапира приказката до крај. така да долови од каде доаѓа пред се. Сепак овој филм не е во главната приказка, овој филм е во подприказките. Така. Значи сите подприказки кои што во филмот ја даваат големата целина. Е тој превод и тој момент дали ќе се зачува, колку ќе се зачува и колку ќе успееме да бидеме на тоа работам во моментот да буквално скратене веќе сат ми историја материјал 2 сата мислам дека Да, лудило, мислам солидно е, солидно 2 часа, да. Изгуби све, не, значи ако претерам после ова више треба да глупости. Да, ќе мора да се скратат субстанцијални делови од него и ќе губи филмот. Ќе губи филмот. Сцената со колата е свалена. Аха, така, добро. Сцената како се вика на во пати е свалена, ме разбираш? Па, за оваа верзија што е на запад. Јасно, за сцената со автомобилот искрено и јас ќе ти кажам, мислам дека го преоптоваруваше филмот. Да, временски, ама дома ако се Временски да. Абе, супер е, да, добро ценкање е тоа, мислам. Да. Што има лојка заштета, таа сцена има лојка заштевната. Таа не е без разлог таму, разбираш? Има, ама временски ако мора да кратиш, мислам дека имаш направено добар е извод. брилијантен. Знае да продаде. Знае да продаде. Така да таа сцена многу ми е жал, ама затоа по друга страна ме спремам сакам од целони материјал кој што ги имам, пошто уште сцени кои се сврлени уште првата верзија. Така. Тој првата верзија беше 4 сати и нешто, разбираш? Ете, добро. И тоа нешто не е смешно. Доаѓаме на монтаж и овој Даниел доаѓа, требаше да синхронизира некои делови и доаѓа женска со него, знаеш, она и вика девојка седно и тука вика филмчето вика може да им пуштиш малце, може би ајде пуштам, знаеш, она и со овој си прави моето на гледа и зачуда, знаеш. И едно тера викам кажи да кај сакаш заправ. Не, остои. Си се зака. Човече, ако ми веруваш, нема още да го слушам 4 сата и нешто филм кој што беше уживаше, 2 чекам кога што ќе се случи. Добро. 4 сата и нешто, викам те обожавам, викам ти си шампион. Гледаш како Ај, ми убаво, добро имаш дух што му убаво, разбираш. Значи добре сродни души. гледаш каков проблем имаш, не можеш филм да пуштиш на луѓе затоа што ќе сакаат цел да го изгледаат и ќе бараат уште. Ме разбираш. Сакам ти кажам, и сега во рудиментирана верзија е малце имам проблем, а па сега од друга страна можеш да размислиш дека луѓето ќе на фестивал и временски се ограничени од една страна. Дека таму ајде кој ќе прати човек, значи на англиски јазик, сепак е македонски филм. Ако не е добро преведен или колку е биде добро преведен, колку успее му се дослика со тоа да му стане него интересно. Така да кажам тие сите оние сцени кои што од друга страна па знаеш аргументот да го изгуби па и онда тоа не е. Ја губи од душата, јасно, да. Меѓутоа, истиот проблем тој го имаме, например, кога ќе мора, например, во сленг да се преведува некоја од американско гето, што треба да... Затоа што душата треба да се знае на самата населба за тие релации да станат јасни помеѓу ликовите. И на тој начин и ќе изгуби и тој филм во како и да се преведува. Барем од тие, не знам, црнечки филмови кои што ги имаме, кои што се, например, од Grindhouse ерата, ако зборуваме за, не знам, за Кофи или ако зборуваме за The Harder They Come. Значи, тие се филмови кои говорат за еден етникум, говорат за одредено поднебје каде што сленгот и тоа како си го има својата функција. Апсолутно. И можеби нема соодветни мерила во нашиот јазик кои што се компетентни, меѓутоа сепак со секој превод се губи. Веруј ми, ти не знаеш, ја голем противник сум, но че може да се случи во Германија. Ај добро, ај серии што се оние
соуп, серии, Добре. тоа големо чудо, тоа не смета таму некоја нема естетска вредност. Јасно. Ама кога веќе И тука го имаме веќе се труеме. Добро, ама нема таму естетска вредност, кај што Так. мора сега че изгуби голем чудо, овој рекол вако, ова рекол така, да Так. не се разбираш. Те сакаме, сакаш, мите ме мутене, нема веќе. Да. Него кога збориме за реален добар филм, например, ја го мрзам нешто се прави, речеме, ајде сега, ама добро, германците имаат добра школа. Окей. Речеме русиве, други, ова на нешто кој ќе сега ти ако не го видиш филмот со оригиналниот јазик, тука е убавината, ти се имаш Мона Лиза извади ја бојата, па чекај ваце, не е тоа. Така. Не. И зашто што ќе гледаш женска напа, не е толку, не, што сео тоа заедно е такво како што е. Тука ми има ако ти убаво кажеш ова, речеме е типична сцена, например, многу сакам таа сцената во кажи го бе. Во секој случај губи филмот. Значи, Не само што губи. најмал губиток во дадена ситуација мора да бараш. Во филмови кај што имаш добар сленг, например, кај што филмот е добро направен, На Гај Ричи филмовите не би биле тоа што се ако не е зачувана. Он е си има еден посебен израз, Така. кај што речеме на британски начин, со британски црн хумор ги раскажува Так. приказките, знаеш, пошто филмот е раскажување приказка всушност. Јасно. Он на тој начин ги раскаже приказките, оние секогаш имаат и малку на ниво се на малку помеѓу реалноста и она што се вика, нечи Greenhouse или Так. она што се вика малце, знаеш, но иде на Езотерична малце. Не творба. се повлеко точно до реалниот живот, се искача од тоа, знаеш, тоа е својство на британскиот филм. За разлика од американскиот, речеме, освен она што го прави, да речеме, што ја знам, речеме Тарантино, иако има нереални работи, но многу се make believe, знаеш, зашто тоа изгледа толку Так. реално што викаш дека да, тука е некаде, знаеш, блиско е до реалноста, малте на документарец. И тој си поигрува конкретно и со сленгот и со говорот во многу од неговите филмови. Буквално. Дава автентичност. Него, речеме, една сцена, кажи го бе... Ама е добро, бе. Би ти помогнал. Не ми се вере. Во 2 часот и 20 минути дефинитивно ќе имаме и превирање во контекст на Пробивање на времето. на- Ебе, како си кажеш, срцето што му го вадат, бе? Океј. Кажи Американски филм зборуваме или Да, за бе. британски? Да, бе. Што му го, кој ќе го брицкаат со ваквото кинески, оне, чајнезе коктел. Чајнез коктел кој ќе му вакво ќе умре за 20 часа ако не се напука со кажи го со адреналин со ова. Кажи Браво. го. Джесо Статнам ме се Джесо Статнам. Така, ама кажи го. Сцената на првиот дел кога се качува горе по кај тоа ваквото со тој што чува ете момент. Кратко моментче во филмот нешто дечко толку добро е одиграно. I'm doing my shit, I'm doing my stuff. Ама да ја бумот иде дале. Или ујустиниот филм кој нели паѓа во тој нели има врска од двојката од кецот нели кога не буткаат количката и текне па овој со пиштол од комбара и епинефрин. А исто бац после иде на психијатар нели и се жали за животот ова на го теши го ова на и овој по неа овие па куршума пиу Акција на денеска сите е последниот страни, првиот ден од рестовиот лајв овој стана и пиу куршума доле по монец. Безкомпромисно лудило. Да, ами тие уната тој некој сленг, тој таксистот која збори, знаеш, сите тие поготоа речеме тој ми е како посебен директен, значи пошто пуно реа капирам дека сме на исто ниво ние што слушаат да речеме, че може да го скапира за што зборам, знаеш. Так. Тој начин и сленг на употреба во филм е многу го дава целиот шарм или шмекот. Така, љубов. тоа е карактерот што го има филмот. филмот, Германски да. сакам да го гледам на германски, ако јапански уживам кој е на јапански, знаеш. Така. Ако австралиски уживам на нивно на австралиски начин на кажување на приказка или говор, знаеш. Тука е убавината на целиот етникум што рече ти на целата планета и на целото наше живење. Локално, ама сепак универзално. Апсолутно. Пораката сите може да ја разберат очигледно, меѓутоа кажана е на нешто што е својствено за тука и за нас. Ја мислам дека се окружиме се, баца. Иначе ако не знаеш вака да се бали, нема да ни збркат тука. Па да, наутро имаме, тоест на пладне почнува со работа на 103, така што пожелно е да завршиме и ние нешто друго во животот, освен ова, така. Да, супер. Фала ти, Картер, што беше дел од емисијата, мислам дека беше забавно. Не, жално ми е што речеме што сме затворено дека па не можеме цигаче, кафица, нешто ова, нешто мезе, ракијче. Во наредна прилика ќе ги направиме сите тертипи кои што треба да ги направиме за да испадне тоа што треба. Што еднаш, Картер, фала ти многу што беше супер. И одлична овакво убаво поминато време.
Супер Беше убаво се емисија. дружиме. Ти посакувам многу успех со сите наредни потфати кои што ќе ги имаш и со Картер филм и уште многу соработки и сите твои филмови на кои што ќе работиш или конкретно кои што ќе бидат со твојот подпис режисерски, да ги гледаме на преполни проекции, да ги гледаме и на филмски фестивали надвор од државата, а и пред се на нашите киносали да заживеат и духот кој што го ловиш на денешницата и на Скопје, да може да го погледнат луѓето од кои што ги инспириран. Да им го вратиш на тоа на луѓето од кои што го имаш. Имате добро ќе биде легендарен. Видиш, добро ќе расте како вино, сега е тазе, знаеш, шира е уште. Така шира е, да. Меѓутоа кога ќе дојде за дегустирање, Да тоа има стане филмчука ќе види луѓе. се држам за збор за тоа. Така. Супер, уште еднаш фала ти што беше дел од 244-тото издание на Дансе Макабре, а до наредното издание гледајте филмови, уживајте во добра музика и се слушаме. До крајот на емисијата имаме бадминтон со сите обични, а и необични луѓе. Баш така. Поздрав, чао.